Пресинг со Дарко Панчев. Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно издание на подкастот Пресинг на екипа МК. Повторно сме во Бир Гарден, во Diamond Mall. Ке имам интересна емисија и денеска, се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Повторно голема чест и задоволство ми е што имам две македонски легенди, најдобриот фудбалер, а според многумина, можеби според мене најдобриот кошаркар, човекот кој што има најдобра кариера направена во Македонија. Со мене денеска тука се Дарко Панчев, повторно, нашиот веќе колега и икона и уште една икона кошаркарска, кој што сум јас до тоа. Почек, треба да помине време. Има подобра фризура и брада сигурно има. Pero Антич, добре дојдовте двајцата, здраво Дарко, повторно се гледаме. Pero навистина ми е мило што се тука задоволство да се биде во друштво на иконата, наша и звездашка. Секако Перица е наша кошаркарска легенда, обожававме да го гледаме и ќе поразговараме, ќе си направиме убав муавет денес. Со задоволство. Дарко, почнеме прво со тебе. На кратко, двајцата ве спојува еден клуб од соседството, Црвена звезда. Да. Оставивте длабок печат во клубот и во фудбалската секција, pero во кошаркарската што се уште е ценет. Ова прв пат е, мислам, вие двајца заедно да сте на едно место. Не, сме на емисија ама мислам на емисија јавно. И кај год да сум го видел, јас сум идол, чест и задоволство е да се поздравиш со Дарко. Јас сум уште од старата генерација, хиерархија мора да се почитува. Значи, види, Звезда е Звезда, веројатно најголем клуб во источниот дел на Европа, организирани со многу навивачи, еве, гледаме денес како шаркава, што се прави тоа, сите се одушевуваат во цел свет, каква подршка добиваат играчите на Звезда и на Партизан, секако мора да кажеме. Така да ни беше задоволство да видиме двајцата тамо и секако оставивме одредени траги во тој клуб и се надевам дека е така и дека они тоа го ценат сигурно. Pero ајде на почетокот да те прашам на старт на емисија, што преш во моментов и дали е сега полесно кога не си виновен за се, не само во кошарката, туку и за имиња, презимиња и се останато. Многу полесно. Одмарам, после тренирам. Може за чудо на тренираме, дури Тоше ги тераме да терам да тренира. Да нема камбек некој. Па, со квалитетот, мислиме кога можеме да се снајдеме. Не, шала на страна, одмарам, има некои бизниси надвор од Македонија. Тука во Македонија пензија тотална и посветен на моите три принца. Двајца кошаркари, еден фудбалер. И вака кој највеќе ветува? Па не ги гледам така, например Лука почна со кошарка, Павел почна тенис, пливање, кошарка, па пак тенис. Било што, само да ги отрнам од тие телефони, да имаат некоја дружба, некоја социализација, поради тоа што ова со телефоните, вклучувајќи и нас постарите, ама ние бар знаеме некои други работи што да правиме. Многу ми е мерак Пепе што е фудбалер, Петар, и навивам, и сега имаше една случка на судија, му викам, разбуди се, чисто сакам да кажам нешто на судија, не можеме казна, не може ништо, знаеш, и му вика, шо ти е на тебе, само да викам ти, ти води си, ја немам ништо против тебе. Едноставно поддршка, мислам, дека треба да се родителите на децата, во нашава држава, ќе збориме за нашава држава, се најголем проблем според мене, поради тоа што очекувањата уште на децата, за децата нивни им се од старт договори, милионски суми или не знам, финансиски дел, колку никој не гледа детето кај ќе има забава, кај ќе напредува, или има бев на еден семинар и убаво каже еден тренер, вика, си изгуби fundamentals. Првите три букви се фан. Децава уште од старт им се дава, мораш, ова мораш, така да. Ама тука сме да помогнеме колку можеме. Ова тема начни со Дарко многу пати зборувавме во фудбалот, е тоа посебно некои ги гледаат децата како шанса да излезат од мизеријата во која што се наоѓаат, буквално да го кажеме без влакна на јазикот. Има ли сличности во кошарката во Македонија, пошто колку време веќе пратам директно спортот, десетина години, дури поголеми проблеми се случуваат на тие кошарарски. Родители се симнуваат, се тепаат со деца, со се 14 годишни. Ја имам гледано и некои од тренерите на младинските се однесуваат, не знам, Пет Рајли да се, не знам, Жеljko Обрадовиќ, Фил Џерсон, разбираш, толку
правење Има, пресинг на има, деца што 90% нема ни да продолжат, тоа го прават ради забава дека се Па, млади. тие не продолжуваат, јас според мене, Дарко кажеш свое мислење, според мене не продолжуваат заради тој притисок. Шо па ја ти идам тоа да го трпам. Татко им е гледал цела кариера на 20 годишна професионална 9 надпревари, вклучувајќи 2-3 убори страјковски, пошто му се близко. Имам работа, знаеш. Ти треба да си подршка на детето, да го однесеш, да му опрема да најдеш на право место да го ставиш. Не, родителите, јас бев председател кога се десија некој од такви случаи, кај што родител влага на терен. И сега јас автоматски треба да размислувам исто кого да казнам, како да казнам, поради тоа што тоа дете може не е криво. Може младо е, не е полнолетно. Зашо ја би му ја скратил кариерата, ама родителите уште од старт, прво меѓусобно на трибините. И во фудбалот беше тоа, знам дека на ФФМ Имаше сега брзо инциденти. И тие родители, сине, банана да ти дадам. Јас имав забрана 2 реда, 3 да им позади клупа да доаѓаат. Па вртат од страна. Сине, татко ми го, сега, без благи го заболе, дали ми изело куче по пат на кај парк или овако, знаеш. Треба да се челичат, што би рекол Тоше Гечевски, да се челичат деца, да се социализираат, не само телефоните, игриците и ајде идеме, или NBA. Овој шутнал од 9 метри, се и ние така. Ние почитувавме во наше време, ја бар така мислам, почитувавме, ја идев еден сат пред тренинг, да ги гледам тие што се пред, знаеш, да гледаш. Сега сите се Майкл Џордан, сите се Стеф Кари. Знаеш што ме интересира е муабет што сум правил не само со вас двајца, туку и сите најуспешните спортисти во Македонија, и Дарко нека каже на таа тема што мисли. Дарко, ти Перо сега Кире, Шабан Трстен, ќе набрам сите што направиле големи успеси за македонскиот спорт, истиот муабет го има. Мене татко ми не знаеше ни дека тренирам, не знаеше кога одам, некоја порака да испратиме не само на децата, млади кои што ги имаме, туку и на родителите, дека не мора секој да стане и не може секој да стане, не знам, Кристијано Роналдо, Леброн Джеймс. Тоа е жива висина. Види, желбата на родителите за жал е поголема од желбата на децата да станат играчи. И тука доаѓа до конфронтација помеѓу желбата на дете. Има некој дете нема намера да биде професионален спортист, затоа што професионален спорт е многу тежок. Тоа е рударска работа, објективно. И физичка тешка работа, и психички тешка работа. А родителите не го гледаат кроз некоја своја заслепеност тоа, не може да го видат тоа кај детето. А зашто е добро детето да тренира? Како што кажа Перо, социализација, дружење, навики, на дисциплина. Како во војска, утолку доаѓаш, утолку јадеш, утолку тренираш, значи тој ефект на стекнување на тие навики ќе има за него позитивни работи по текот на животот. Он секако ќе има корист од тоа, дури да не стане играч. Меѓутоа, наидуваме на големи проблеми. Точно е тоа, еве и Перо што рече. И мене, татко ми не доаѓал на тренинг да ме гледа, апсолутно. У сабота, ако игравме младинци, она ќе дојде да гледа утакмица, пошто не е на работа. И тоа беше системот во наше време. И тоа е многу подобро. Ние неаме услови, како на Запад имаме сите тренинг центри, камп центри. Ја да сум, јако бев директор на Вардар, јас сакав да забранам, ама не можам, пошто е улицата на помоштото игралиште на Вардар во парк, одма е поред жицата и не можеш да ги забраниш на луѓето кога проаѓаат. Да гледаат, да. Ја би им забранил да доаѓаат на тренинг, баш заради тоа. Јер тоа дете мора да се научи на дисциплина. Јер тоа е тешка работа, мора да слуша, има и неправди, има и убави работи. Не знаат да се снајдат децава сега, со неправди баш заради тоа. И реве са, моето дете или на Перо детето, ќе го скара тренерот и он сега ќе се сврте на кажица, бе тато ми скара тренерот. Ме свеќаш? У таа ситуација доаѓа детето да може со татко го да комуницира, да му се пожали. Абе нема тука пожалување, мора да се навикне на тоа. Има и лоши работи, и добри работи, ќе ги искара тренерот. Абе како во школа, у класи, професор. Па ти ако им даеш на 30 деца да правиш од сакаат училница, тоа ќе биде растов систем. Сега и казна, ако татко ми вика, бе, ти го дадов детето, контролирај го, смееш што сакаш да му направиш. Сега сите имаат права, тие работи. Ти мора да бидеш строг, за да држиш 30 деца под контрола. Тоа е јасно, нема филозофија тука. Така да тука доаѓа до судар на нашите генерации, кај што беше малце другачија,
И сега новија генерација каде што е многу поопуштено, многу е полабаво. Сите имаат право, ја Сите верам. зборите некако како да е поопуштено и полабаво, а уствари Не збориме и како ти да што- е опуштено и Да, полабаво. ама ја нема забава. Ама не е Значи, добро. Нема што е? забава Што заради викаш, нема родителите. фан? Родителите уште од Еме старт. опуштено, им нема забава. Значи нема како е опуштено, а нема забава. Јас ти Вајде ако е кажувам опуштено, после- треба да се забавуваат и да им биде убаво на децата. Опуштено во негативна смисла. Да. Не во позитивна смисла. Значи, што вика Перо, секој тренер, исто, да се разбереме и кај нив исто во кошарката, немање пари. Ја не би дозволил децата да плаќаат што идат да тренираат. Ама нема да ми доаат 100 деца, за да соберам што поише пари за да имам плата да им дам на тренерите. Ќе соберам 30 најдобри деца, со нив ќе работам. Па не може секој да биде се играч. Така беше Тоа што не порано. може секој да биде инженер. Да. Значи, тоа е логиката, али и недостатокот на средствата игра голема. Голема. Што ме интересира е, Перо, ти беше председател на федерација, си се соочил со сите овие работи, не е само репрезентација или прва лига Извини, да работа. ќе кажам еден пример за мојот син. Нели, председател на федерација, Дарко бил директор, ние можеме децата да ги форсираме. Кај нас е ставено тоа во толкав голем акцент, врска, моето да се бутне. И знаеш колку таленти се губат така. Мојот син, кошарка, ипак има као на Дарко децата треба да ако сака да е фудбалер, мојот ако сака кошаркар, нели кај нас е едно скалило погоре од таткото. Ние сме ги ставиле скалилата баш повисоко, ама ја го гледам тоа како предизвик, како кој ќе кажат, ќе има ли нов Перо Антич? Не треба да има нов Перо Антич, треба да има некој подобар да цилја таму. Така е. И син ми петата година од мојот мандат успеа да се избори за поширок список. Доаѓа тренери, ваѓа навикнати од претходни ситуации, сега не сакам да зборам, нагаѓам, предпоставувам, син ти, викам, ова се моите збори, син ми, добар е? Добар, има ли подобри, да. Тие подобрите да играат. Кај нас е цело време мора толку проценти да има албанчиња, мора да има, не, сите сме ние македонци и најдобрите. Ако се 10 најдобри албанчиња, 10 играат, која год етничка заедница. И син ми сам се избори, го пратив во Игокеа кај другарчето Вук Радивовиќ кој е GM, 2 тренинга дневно, 2 недели. Се врати со сикспек, со другачи менталитет, пошто кај нас е све, да ми помогнеш, да ми помогнеш. Па ја од фамилија ми се јавува, пишува против мене статуси, мислеа дека ја ако сум председател треба тој братучет ми кој ми бил, мора да бил у репрезентација, не бил на поширок список, Дарко. Ја и се на мајка ми викам, дај кажи на ова од твојата страна. Ние се судараме со тој проблем од тоа време кој сме воспитани. Jer ја ќе ти кажам, почињам во Вардар млад со 17,5 години, у прв ти почнав да играм. Кај мене некој ќе им речел Коче Димитровски, чифте, овие постариве да им купам цигари или нешто. Со задоволство. Со цела штека се враќаш ти. Кејф ми било бе. Денеска тотално невоспитање. Ама тоа се губи тој однос и заради целиот овој систем кој се околу нас. Се губи тој однос, они немаат чувство кого треба да испочитува, кого не, со кој треба да биде ова како Значи страшна работа. Све е променето. Све е променето. И кои се главни актери во било која на Балканот да кажам, посебно за Македонија зборам. Не, главни Порано се знаеше, политичар сака да дое Дарко да го поздрави, да го гледа, Сега нема ни спортисти, ни уметници, секоја чест има театри, почна представи, знаеш, да се враќа нешто. Се некако обратно, тие што треба бидат јавни личности да одат кај политичарите. А во една држава кога музичарите, глумците, спортистите не се идоли на младите, онда нешто во таа држава не чини. Значи не е нешто поставено кој што треба. Ево Америка Перо беше. Па тамо се знае музичарите, глумците, тие се главни фаци во јавниот живот. И другиве ги има, ама не е до толку. Кај нас обратно. Да речеме, освен Трамп што е председател, кој друг некој американски политичар? Не го знае. Го знаеме ли се? А тука и не знам за министерство за Мора да ги знаеме, да. Што сакав да ги гледам клиповите, многу беше шашарди сам. Ама исто и тој беше председател. Тука дури не знам сега Никола не ама министерство за животна средина ние знаеме поише него некои актери, пеачи или спортисти или тука се криви медиумите и они го форсираат сето тоа заради таа нивна пропаганда. И финанси. Финанси ги плаќаат веројатно медиумите за така да затоа викам многу работи се испревртени, фудбалот и кошарка, иначе да кажеме не би кошарката второ милен спорт, одлично играв кошарка Кирил Печиновиќ, игравме по цел ден буквално игравме кошарка.
Додека не се стемни, се седеше Додека надвор. не се стемни, ја многу ја сакам кошарката, мислам дека е прекрасен спорт. Ја обожавам да гледам и еве денес како гледам ова, посебно ми е кејф. Јас сум така и воспитан. Секоја наша екипа од Љубљана до Гевгелија, против кого и да игра, ако гледам, ја најам за нив. Jer ја го немам тоа чувство за да најам за белгиска екипа или да најам за француска екипа. Нормално е тоа. И мене ми е многу драго е сега во последно време што случува со Звезда и Партизан. Човече да обожаваш да гледаш утакмица. Празник, Кејф. празник, Баш. празник. Уживање да гледаш. Зборуваме за родителите, но дали проблем е и големиот број на приватни школи во секој спорт година, пошто имам приметено дека многу од не зборам само фудбал, кошарка, тоа има во секој спорт и мали спортови ако ги земеме, голем дел од тие што работат во приватните клубови им го прават и филмот на родителите поголем од тоа што е квалитетот на Апсолутно. детето, за да можат да земат поше финанси, да ги буквално ги исцедат и за тоа тие има се и тоа спонзори дел на расправање, тимот, пошто кога ќе види родителот дека детето не му е Џордан или не му е, не знам, Меси, Роналдо, Доволно е да го гледа потапша. на еден надпревар, а друг муабет му прави, тогаш судии се криви, тогаш федерации се криви, тогаш сите се... Да. Федерација од увек ќе биде крива. Судиите, јас сум рекол судиите, не ги сакав никој кошаркар кој бев, никој председател кој бев, знаеш. Само они си се друга бранша која тешко се контролира, ти џаби да казнуваш кој ќе се направи штетата. Не знам, приватните школи порано се знаеш, јас поникнав од школата на работнички, покоен Цевка, Драган Василев, еден од најдобрите талентопронаѓачи, И знаеш. мој пријател. Душа од човек. Преку Војо Петров со Војо Томис. Нели они Поздрав работеа до заедно Војче, и така, да. Цареви добар поддржуваш Добар на дечко, кошарката, добар имаше и дечко. клуб, све. Добар дечко го знам. Порано се знаеше, 80 деца те редат. Закасниш и секунда, надвор. Сега јас сум овој. Тогаш излегува, сега тој сакам да си го активирам, си го најдов Сони Ериксон, те не знам како вака се отвараш. И Цевка, Бог да го прости, го имаше и сега не редат. Тогаш да ти каже извод од матични две слики. Бе, каква NBA? Бе, каква NBA, каква Евролига? Си успел уживото. Уште да имаш тие тренерките, оние што што се вадеа. Абе, завршена прича. И Цевка вика, гледа Антич Александар, брат ми, од тие 80 деца, 20 бираат и после тие идат другите по други школи. Немаше приватни тогаш. Јуниор школата беше, која беше одлична школа со Саша Димитриевиќ и тоа ствара играчи. Нено Димитриевиќ е поникнато таму. И тие работи, Цевка вика, шо ви е вас Зоки Антич? Викам, татко. Пау, заушка. Број. Зоки, твој себе, шо не кажа? Абе, Цевка, може ли да биде нешто од нив, бе? Да. Не ми се воете им работа, бе. Да. Знаеш, а сега? Не. Која школа? Еве, ќе ја кажам, Феникс има добра школа, Вардар имаше многу деца отидоа Америка, е паметна држава, знаеш, има стратегија. Беше забрането кривично да даваат да зимаат пари средношколци и коледж. И коледж. Сега ти знаеш ли дека зимаат под милионски суми уште у коледж? Ја Зошто им паѓа рейтингот? па ја ритм. Во NBA, Евролига, гледај што е, само кај Евролига нас, иде пуни напред. се салите. Да. И бев сега на еден панел и го зборевме тоа со Крстич. Вика, NBA се ги зима, еве колку отидоа од Македонија дечиња. Ние кај немаме дечиња, да не кажам па високи, под дрво и камен се барат. Тап си ги зема. И после они од таму ќе ги делкаат, ќе ги средат и најдобрите. Дојди си ти кај мене. Кога можеме ние да ги добиеме ние за репрезентација? Никогаш ако ида таму. У Евролига кој ќе дојдат, тешко Евролига и ФИБА се у конфликт, така да мора да се врати у школите, работнички да се има кадетска, јуниорска и секоја година по 20 играчи идат нагоре. Исто и во фудбалот. Ова што го збори Перо, прекупирано е во фудбал. Значи, и во наше време немаше апсолутно приватни школи. Ја го зборам тоа 20 години. Дека приватните, види, ти не можеш ти да му забраниш на некој да си држи школа. Нека си држи, нека си зима плата. Ама не да ги уклучиш у системот на надпреварување после. Се знае кои ќе се надпреваруваат, само фудбалските клубови, кои имаат пионерски екипи, кадетски екипи и младински екипи. И тоа мора така да остане. Проблем голем е што тие приватни школи се работи кај нив до 14-15 години. И немаат сениорски селекции, тимови. И кај ќе оди после тоа дете? Така да све тоа, све тоа е една лажна приказна. И многу е битно што децата денеска имаат многу нереални желби. Ово што спомна преска.
Ја кога почнав во Вардар, мене сон ми било у Вардар да заиграме. Ја не сум ни размислувал за нешто понатака. Повеќе. Тебе ти било да заиграш, мене ми беше да најдам карта да гледам надпревар на така. работнички. Така да, сега се многу нереални желбите. Сега децата почињаат им ги пунат главите, а вика ти ќе играш вика у Њујорк Никс. Пример. Да. Оруше не заиграл у работнички, не заиграл или у МЗТ, сега да игра у Њујорк Никс. Ете, Така И да, многу психички паѓаат после тоа кој Да, ќе кој ќе се Кој соочат ќе- со реалноста. Кој ќе видиш ти у македонска лига не можеш, имаш проблеми. да. И они се осеќаат леле ја паднав, леле ја пропаднав. Не бе дечко, има ролплеер. Тие играчи, знаеш колку се, има одлични играчи, и имаш ролплеери, војничиња што ги вика Желјко Обрадоvić. Знаеш ти колку се потребни во у NBA тима. има играчи, ролплеери што имаат многу подобри кариери направени од некои што ветувале на почеток. Па Джру Холидеј на пример ролплеер е. Да. Страшна кариера Лу направи. Вилијамс, најбољи шест Лу играч Вилијамс, 6 пати. шест пати Играв во беше. Атланта. Јас пак ќе кажам, И NBA добра заработка на крај имаш, и имаш NBA почитувам до моето време додека играв. Тогаш имаше тимски дух. Ние направивме 66 број 1 бевме на исток. На исток бев. Па стигнавме до финале прв пат. Па Банер. Не знам, ја играм за сите и Дарко играл за пари, ја играм за пари. Верувајте тоа дека не е лага. Сега ако некој тоа ја го кажам од наша генерација. парите секој некој Кој ќе излезам на терен. Абе дали имам повреда, дали е ова? Бе, луѓе немаш поима какво е тоа задоволство. Излагам пуна сала, представувам клуб, фанови навиваат за мене, платиле карта. Сега сежам дека го ти не зборам. размислуваш на парите, кога Абе, искаш какви? да играш. Тоа паѓа у вода, пари, врска сега да. парите се нема проблем. ти Сега ќе малце имаш. ќе ги пецна децава, морат 10 терапии да биде на најскапиот, па да видиме Да. кај хиропрактичарот, па 10 масажи. Мене 2 скинати лигаменти парцијално, Чович дојде и вика, деј, мора да играмо спортив Партизан. Леле, дерби. Ти се дерби да гледат, излезеш, Да, вика, ја осеќаш салата усобликувална, седиш и осеќаш пионир како се тресе, брат. Абе, боле чувство нема. Ние Како го да не изгубивме играш, дерби. да. Како да не играш? Не само тоа, туку е ти викаш дека ти било доживување да најдеш карта за да гледаш работнички. Во Што вечер, правиме? ќе ти кажам, во вечер позади беше еднаш, или Нова Македонија, постоеше, кој ја исече, треба 2,5 сата да седи, за да се кај навијачите. И Цевка тогаш изедов, Бог да го прости уште една, изедов таква заушка, зашто закаснив 2 минути. Да кажам дома, уште 10 Уште кизедов. 10 кизедов. А сега, ете го тоа е. Сега тренерот ќе заде заушка. Па гледај се, ние го имавме Златко Илиевски, пионерска школа на Вардар. Изуетно, не бил играч, али строг тренер, дисциплиниран, работник, голем. И треба да носиш бела и црвена мајца стално. Jer ако се 10 играме меѓу себе, мора да има Различни. секој по една мајца да ги подели. Шамар мава някој забориш. Сега тренер да му удри шамар на дете. Толку готово. Кривишна. Пази, значи тоа е незамисливо. Заврши кариерата. А сите тие шамари се поучени. Не да се поучи. Само може да те унапредат, не да те уназадат. Така да голема, огромна разлика е во воспитувањето пред себе. Што правиме со Јас и затоа Келјавев и ова беше, кој те фатат. Тој Добро, тука за Кажам малцева една што боли анегдота највеќе. што вика Дарко мораше да се носи бела и црвена мајца. Да. Ние бевме Тоше Гечевски, мора Тодор да го кажеме, легенда, икона исто наша. Цимер имаше во репрезентација кога дојдовме, ја дојдов 2001, вика омон обично така, говедо фармерки сите мора да носите. Може да забориш патики се, мора фармерки да има. Зашто? Социализација на навечер. А кој не сака да излезе, две камикази мора да трчи утре дента. Дружба. И тоа стана некоја таква дружба што трае до ден денеска. Како не, тоа е многу Е, важно. тоа децава денеска треба го сватат, зашто со тие дечиња што играат сега, па после ќе пораснат, ќе станат полнолетни, они треба да се дружат за цел живот. Нема поубаво таа дружба. Останува пријателството Да. без разлика дали си станал играч или не. Нема врска тоа. Тоа ме интересира. Спомнавме за картите за работнички. На страна ајде клубовите, клубскиот фудбал. Кој е проблемот што ние не можеме ниту сала, ниту стадион да наполниме и репрезентација која игра. Значи репрезентацијата фудбал каква и да е. Не сме, не знам, Англија, Франција, нема светско првенство да освоиме, али ги има најголемите успеси во историјата. Ние со Летонија, зашто е Летонија, зашто не е, не знам, Белгија, не е Англија, не можеме да наполниме Со ни бесплатен 10 влез. со бесплатен влез, не можеме да наполниме ни 10% стадионот. Каде се изгуби тој мотив кај нас? Јас кога бев дете знам тоа комент, јас кале е мала сала, не е голема, ама тоа коментал кога играше плоштадот беше полн цел јас со се висеше народ и вака, со па јас сум се видел- иде јас сум МЗТ видел да- работнички тоа да биде празна, полупразна сала, да има И место, јас сум тоа гледал не се работнички у случило. прва лига кој играше југословенска кошарка. Генерацијата на Буштур, Радосављевиќ, Луковски,
таа генерација што ги гледал, па тоа нема кај да стоиш. Иако е мала таква каква што е, не е битно. Така да, види, ова ти сега што го почињаш како тема е многу широка тема. Тука доаѓа и социјалниот аспект, незадоволството на луѓето во животот. Ама ќе речат парите, не се значи ни парите проблемите, Не. бесплатен е влезот. Припадност, Репрезентација ама кошарка најчесто ама исто беше припадност, така. Припадност е, ние сме многу, извини што те прекинав Дарко, ние сме освоивме четврто место, ние автоматски како стигнавме, веќе беше прича дека следното е злато. Сребро. И сите кошарка. После тргна ракометот, нели? Сите на ракомет. Ние сме така на ура сите. Нема више припадност. Порано се сеќавам, беа дербито на работнички МЗТ. Едни на една страна, други на друга. Имаше препукавања со песни. Сега и родители си доаѓаа со деца. Децата како се вика, как да ги однесеш, па дали ќе ги удри некој, знаеш, и ќе им влезе у глава. Полесно ми е да не идам, а порано се знаеше припадност. Тие од аеродром се тука, центар се овамо за овој клуб и едва и чекаш ти за тоа. Али сега и многу има тоа, што вика и Дарко, и навијачките групи се многу уклучени во клубови, со одлуки, со све, па незадоволства доаѓа и тоа кај нас брзо се препречава и се додава по 2-3 зборчиња у причата. И ние ќе бойкотираме, и ние. Не, ама веќе ова 20 години Да. и поише, значи, па ќе кажам, дело тоа е малце и социјалниот статус на луѓето, незадоволството животно, луѓето се незадоволни од многу работи, а ти кога не си задоволен не можеш да уживаш, и спортот е уживање. Второ, проблемите со публика, исто кои се веќе присутни 25 години, многу инциденти, многу проблеми. Никој не се кандидат да носи деца и жена на стадион кога има такво однесување, таква култура. Ти гледа Германија, ева фудбал го се Германија. Трета лига Германија гледаш. Полн стадион човече. Они да уживаат. Да, иде со комшијата, ќе лупнат по еден хот-дог тамо германски. Пивце си се забавља, си гледа, си збори и си уживат 5 сата. Добро, ќе нас си се на живот и смрт, они повеќе го забаваат гледаат спортот и ќе нас Знаеш, тука е проблем. кај нас е толку Океј негативна. да биде за репрезентација живот и смрт, ама не како живот и смрт и у младинските категории. Секој да нема. Ма не сме ни да гледаат така живот. Зашо да гледаш живот и да, спорт? Тоа е спорт. Па некој се губи, некој се добива, таман работа. Секој сака да победи, јако што сакам те победам те, ти сакаш да победиш мене. Значи, не треба така да се гледа. Спортот е сепак уживање. За Македонија, ние сме македонци. И како си како игра Македонија, јас сум гледал и фудбал, сум видел, па се губел, станам, поддршка давам, јас сум таму за Македонија да ги гледам. Ајде, еве ви топка, ајде бе види ти како е. Знаеш, пошто многу има на тастатура и социјални мрежи, многу им дозволија на сите да подбуцнуваат, да доливаат бензин во огинот и да стварат негативна прича или атмосфера. Таа слобода што се даде на луѓето преку социјалните мрежи, тоа е катастрофа за едно општество. Jer види, кога ти може преку социјалните мрежи секоја у наводници будала да пише што сака, да лаже што сака и да не одговара. Кај го има тоа? Значи секој кога ќе каже нешто треба да стои позади тоа, не е тоа. Ама ете, тоа се дозволи, едноставно тоа поише се тера у негативен правец, него у позитивен. И само на тоа се надоврзуваат уште повеќе, као да имат гнев, знаеш што вика Дар. Мора да, јас сум рекол, ние сме за комунизам, не сме за демократија. Ние балканците знаеме да све да е супер кога се знае кој е ова. Ако ќе ни се дадат отворени раце, јас зборам за моите примери со федерација. Сите ми викам биди построг, немој да си толку достапен. Не знам, јас сум Перо Антич, таков сум, не може да се менјам, за да ти се допаднам тебе, карактер што вика Дарко. Отворено за сите. Ајде да гледаме кошарка, поише кошарка гледав у федерација доека бев, него целата моја кариера, видео, па овој судија е ова, па овој вака. И што се деси на крај? Прв пат да се види нешто тесно. Ја обожавам лојалност, ќе идам се борам со 10 за тебе, знаеш, кој сме тим. И за праведна страна. Ја мразам нешто кое е подмукло од страна. И ти, кои се највише ругани? Ама го злоупотребуваат тоа луѓе, тоа е проблем. Кои се најругани, најпонижувани, пробувани од медиуми, дел од медиуми, ке кажам, со честни исклучоци се разбира, кој ќе сака некоја машинерија да те овакво, увек сме. Те Кире не им сметал ракомет, зашо ова било, алкалоид било, Дарко им сметал Вардар било, ова било, Перо им сметал ова, вака. И знаеш, ама истите моменти се за сите. Северџан, едно, друго, трето, ова, она.
а некако не знам се, тие се спортистите што ги имаме 3-4. Ние сме чистокрвни македонци, тоа е политиката за името. Ама ти не си седнал или не знам, Дарко не, или јас сум било кој македонец, знам македонска химна, македонски јазик, јас да треба да им докажувам 10 пати со папири излагам федерацијата тие смени Северна Македонија. Цела држава се смени, ја викам еве ви претходниот председател ја сменил пред мене. Не бе, кој ќе настава ти си, ја викам на крај добро бе те. Ама не, најчесто е тоа од луѓе се прават тие фами што буквално немаат ништо во животот направено. Ама тие се намерни, не се Немаат случајни. ништо во животот направено, мислам и тие ботови што се пуштаат се свесни. Еве ја ќе ти кажам мене зашто ми го пуштија тој бот. Тоа од нечија кујна за како рече ти Северџани. Јас снимив клип за референдум. За референдум. Па ја за сите влади пред тоа имам десетина клипови снимано кои ме замолеле дали за сообраќај. Бевнике Пендаровски и ти онако ја немам. За сообраќај, за себе. алкохолизам сум снимал. И сега ми вика за прием кај Ѓорѓи Иванов бевте, што е сосема друга Јас тој човек Нема нешто врска го тоа. обожавам бе. Човекот бил уз мене у Значи добро и си бил и лошо. кај Стево и кај Ѓорѓе, така да Нема луѓе, јас не сум бил политика, ни СДС, ни ВМРО, ни ДУИ, ни ВЛЕН, сега ги знам, не знам кои се ЛДП, ПДП, МДП. Ја не го гледам како партија, го гледам како председател на држава. На држава. Тоа е. Го избрал народот, ќе го Така е. почитувам. И да го докажам само ова. Извини. И јас што кажав за во клипот? Излезете, гласајте за вашата опција. Значи ја не кажав излези гласај, смени го името или гласај за северна или за јужна, знаеш? И они тоа го злоупотребија, леле Дарко кажа да се смениме. И одма и најблиските кои сменат мислењето за тебе. Чекај, Да, викам, да, бе, кај сум кажал, еве извади ми, нека извади еден текст кај што сум дал изјава или изјава медиумска на телевизија, дека сум го рекол, да се смени името. Тоа е едно. Второ, голема грешка е дека ние сега го сменивме името. Тоа е најголема лага. Ние го сменивме името 93 година. Па ние 25 години свикаме фирм. Кого ние лажеме? Така да, еве јас како спортист, дека нели сега ми го залепија тој, како се вика тоа, епитет, Северџан, еве јас јавно кажувам, давам подршка на оваа власт или на било која власт. Одма да направи референдум, еве ја им дам најголема подршка, одма да го вратим името. Еве, нели Северџан сум, а ако сум Северџан, не смеам така да размислувам, така. Еве, ја им викам одма да го вратат името, да го сменат. Каква е таа глупост? Али за жал, тоа све приденесува што го збориме, социјални мрежи, ботови, намерно, значи, многу намера има во сето тоа, и само за да ти накалемат нешто. Еве, ја нити негде сум изјавил такво нешто, нити сум рекол. Еве обратно сега викам, ајде да направиме референдум да го смениме. Зошто ја и ден денеска сум за тоа. Пази ја како размислувам. Сум живеел надвор. Знам како функционира надвор светот. Перо живеел надвор. Ја како ја размислував во тој момент. Ја сакав да искочиме 800-900 илјади македонци да види светот дека гласаме против промена на името, а не да се криеме. Jer која беше таа лажга, не искачете да се криеме, да ќутиме. Па ја и Перо сме научени да се бориме, бре, не да се криеме. Јас сакам кроз борба да победам. И тоа први борбени редови. Овие што гласале за промена на името, тие си победија без борба. Ама не, еве, и да си за и да си Не, против. ама ме Не е важно сваќаш- која е темата. Битно е да го имаш став. Мислам дека секој човек има став за било што. Дали треба јас да го кажам тој Тоа став е- сега, тоа е друга тоа тема. е- Но тоа став е- веројатно за се имаш. Тоа е индивидуално И право. за чашава, Па мене пробуваат добра ти го ми е да земат. пијам, тебе не ти е Многу добра кај да нас, пиеш многу чаша. кај нас пробуваат да И ти сега ти наметнат ако став. имаш став, тоа е твојот став. Ја Тоа е- го почитувам, може не се Така е, согласувам, немам исто Тоа е мислење индивидуално со тебе. право и точно, тоа е мој став. Еве, ја искочив да гласам. Не е битно Твој став. како, не е битно како сум гласал. Еве, јас сум за, против, значи ја гласав против. И се уште сум против. И еве сега пак викам, дека направите референдум, ја им дам најголема подршка. Ама Да го има вратим став, не е името. битно. И за да си не е Ама, важно на крајот. ама сакам да ти кажам, не е добро тоа, многу се политизира. Све. Тие социјални мрежи се лоши заради тоа, се користат против некого. И се од на нечија омраза, се кујна. да се мразиме меѓу Така де, себе. така. Јас ќе ти Иначе кажам две работи. нема потреба да Ѓорѓе- се правдаш. Ѓорѓе Иванов, зашо го ценам многу тој човек? Во добро и во лошо ми се јавувал као капитен. Да. И не само во репрезентации со Фенербахче после тоа, ми се јавувал. И дојде избор за втор мандат, мислам негов. Дали, пошто ќе излегле репрезентативци, нешто на билборд. Лично реков ќе ставам статус на Facebook, тогаш Да. имав, и кажав, не заради ВМРО, не ради СДС, заради ја подршка давам, него познавам човекот. тогаш Стево Пендаровски, знаеш, ама овој човек бил уз мене, не сум добил јас финансија ова она нешто, него подршка и људскост, знаеш, нормален човек.
ми се јавил, реков, не политички има мојата поддршка, пошто бил уз мене и у добро и у лошо. Реков, нема да излезам на овако, нит се наљути, до ден денес ја го видов на аеродром, си изгушкав, позитивен човек, обичен човек, нормален човек, знаеш. Ја не влагам политика, не се разбирам во политика, немаме потреба. Ние немаме право да имаме став Не, и имаме мислење. став, како да не. Глупости. Ама ни наметнуваат како да немаме право. Ја 20 години се зафркавам со тоа. Многу пати ме прашувале на маса, малце ќе пивнат луѓето, ќе се опуштат. Абе што си викате во МРС или СДСОС? Јас знаеш како им викав? И чуте, а не знаеш што да кажат. Не бе, викам, јас сум македонец. Ме разбираш? Па не. Абе, овде дојдоа луѓето, партијата да ја ставаат пред државата. Пред. И то неверојатно. Јас во NBA на Олстар избра, може да замислиш ти се ако новинар, знаеш, Да. колку кошта 4 секунди реклама на Олстар. Бог знае. Македонското знам 1 од 8 на теренот. Така е. На Олстар на надпреварот, зашто јас сум учесник. На Евролига, Дарко да не зборам. Тоа нема Златна вредност. копа. Вредност Значи нема. колку е представена, а колку се плаќаше за клип слушнав, оној некои реклами имаше порано. Вау, оној нешто што правеше некој клип 400.000 евра. Па тие со 400.000 евра, знаеш колку работи можеме ние да средиме. Затоа викам дека репрезентациите, Перо бил председател, ја не сум бил во Сојуз, бев во Вардар, окей. Иако и во Вардар На кога ист бев- начин. И во Вардар кога бев, он што викаше пријаска, колку и да сакаш добро да чиниш, да правиш, Не им чиниш. на крај пак преку тие ботови со ти ќе искаш. Вика Дарко, вика го ништо Вардар. Чекај бе, Дарко нити ги водел финансиите у Вардар, нити подпишал договори, нити го внел клубот во долгови, како може да го уништи. Јас си го работев спортски оддел. Така да сакам да ти кажам, страшно се злоупотребуваат тие работи, а државата, затоа зборам цело време, мора да стои сериозно На ферплей, на спортот. позади овие работи да му помага на спортот. И најголема реклама, апропо што го кажа помага за знамето на телевизија, најголема реклама е секогаш спортот. Па една Хрватска го свати тоа пред 30 години со Туџман, кога почна да му помага на фудбалот, на кошарката, па они најголема реклама направија за своја држава преку спортот, преку што друго. Така да тоа треба и Тогаш мала нема ни дискусија. опозиција, ни на светски позиција. Нема Ние- тука. Ние кога дојавме од 4-то место. Да. Ги гледаш. Сите нареди. Сите Така е. етнички заедници, опозиција, дури гушнати Сите се заедно, сите. Вика, ние бевме глупи тогаш што не кажавме. Сакаме да собереме потпис за партија, мислам тогаш што партија да освоевме формира. 100%. Да, не ни требаше, не. Така е. Ама не гледаме ние така. Ние знаеш колку на еуфорија мера држава да представувам. Македонија сум една операција, втора операција, трета операција имам заради тие порано беше сезона, летно време, Летно, репрезентација квалификации, одма, нели? па се. Никој не прашува нас како е, што е. Така е, Нит така бараме да не праша. Само не ни одмагај, знаеш. Знаете што ме интересира ке двајцата ете Дарко е златна копачка. Ти сега беше и амбасадор на ФИБА повика, ФИБА. значи дали ве боли тоа што Многу. некако Ти изгледа го знам прашањето, многу. што во странство повеќе ве ценат него во Македонија? Види. Мислам сите сме луѓе со емоции, колку и да речеш дека тоа се ботови Лошо е луѓе што не навика мислат кој ќе добро стане што прават, више. ради нешто друго, ама Види, сигурно ве допира. Види, ние сме можеле да живееме у странство да станеме без проблем. Сегде. Значи ја во Милано имав и 15 години стан имав купено. Го продадов пред 10 години. Пошто ретко одев и што ке ми е? Ништо како Само имам дома, трошкови. Само трошоци ништо ќе како си дома не. Значи види, дома е најубаво. Јас сум се дружел и со наши луѓе у Германија и Швајцарија. Тие се мачат тамо, не оди се каде живеат Бог знае колку убаво. Се мачат, работат по цел ден, у ресторан не одат, не искачаат. Не е лесно да си натва, странец си секогаш. Па дури и кога ќе се обезбедиш, кога имаш пари, пак си странец. Ја затоа се вратив тука. Меѓутоа мора да го менуваме малце начинот на размислување, уопште на државно ниво, малце сме тука, покажуваме некој лошотилук без потреба. Без потреба се спремни да бидат против него, против мене. А пази, ништо немаме лошо направено државата. Што имаме? Имаме тендер земено, имаме некој криминал позади себе, имаме афера некоја. Нормално живееме, се трудиме да бидеме нормални. За мене има афера у кафана еден. И ти Добро, не па и да оди. Абе види, Се шалам, да. ма кафаната е најголем факултет, знаеш. Најголемо, нај. Тоа и докторите го Тој не го зборат. помина тоа. Тоа Така ше. да, во тој контекст треба да се менуваме малце, дефинитивно. Не можеме да ги ставаме исти исти кантар, посебно не оние што направиле лоши работи, што се обогатиле преку државни тендери, институции и партии, а овие цел живот работат поштено и ти ги ставаш исти кантари и овие. Чекај малце, не е тоа така. Така да, не боли тоа секако и мене и Перо, не е тоа во ред, меѓутоа ајде тоа веројатно доаѓа со некое созревање, со некоја обогатување на културата,
на размислување и така натака. И се уште сме тука, после све, Да, да знаеш. Јас мене ми се едни од најтешки години во Федерација кога. Тешки во смисол за Брајата тураш поставување, почеа ти повелува или? за поставување, за како? Брајата викам тураш почеа ти Да, повелува. Лео, си имав јас доволно и косичка, па малце да се стаи, сега нема шанси. Се ова Миконос, како нас панули сме кај Миконос и шбиричи се бе мој. ама сега штеди годишно по 5000 евра на шампони на чешели. Да, управо си. А ја си го трошам тука, не можам. И како се вика, знаеш, кој ќе ти стане навика, иде, јас се уште идам на надпревари, знаеш. Се уште идам ја сакам кошарката. Не идам фала само Богу. на и ракомет сакам. Деки Манасков ми е еден од најдрагите пријатели. Човек, замисли да излезеш од ценката на Пепи Манасков. Разлика у сантиметри 30. Да. Значи викаш, леле, она, деки е звер, знаеш, почит имаме, одбојка, знаеш, со сите другарски имавме ние, знаеш, со федерации спојуваме. И нагло не им чиниш овде и ќе те предаде некој за 5 денари, што ќе ги земе сега, а тоа ќе му го кошта 50.000 денари после, знаеш. Значи, ние сме били и ние, ја као федерацијата и Дарко бил директор во Вардар, институција на еден најголем клуб во Македонија, конекциите што Дарко ги има во фудбал, конекциите ја што ги имам у кошарка, не може да ги имаат други. Верувај. Може да имаат дел. Поради тоа што сме ставиле и образка некои луѓе таму, знаеш, као што дојде у кошарка, председателот, дојди бе, да ти дојдат ФИБА тука, дојде генералниот на ФИБА свет. Можеме сега значи те почитуваат. Значи не можеш ти да си толку лош во својата држава, а веле сили клубови, навијачи од кои имаат 2,5 милиони регистрирани звезда, значи они ќе кажат да бе, и ово е таков бе. Значи не иде едното со другото. И мора да има еве у кошарката клубовите, знаеш чии се собственици? На 99% од клубовите, општините. Зашо е тоа направено така? За да може да се контролира кој да биде, кај да биде, знаеш. И дојде во федерацијата особа која не играла, зборам што се бореше во пучот со мене, ова не е чисто го кажам, сум го кажал јавно, има ски школа, бизнис лига фудбал, не знае да шутне, не знае да оди со кривите нозе, јас сум јако у партија, ја ќе бидам ова, ја ќе правам она. Па ги лажат клубовите, јас сум сега најак, ја она. Ја гледам ко зими мајка, ко дебил, гледам вака, викам, вајде нема овие да поверуваат на тоа. Поверува, испадна тој од возот, па ќе прифати нешто помало. Среќа дојде човек од бизнис секторот во кошарката, па и има мојата поддршка, знаеш, и се надевам и врски. Тоа сакам да Ама не може политика да многу се вадат. Јас го знам Дарко, тя ќе видите перо фудбалот што ќе биде. Кај перо фудбалот со две леви нозе бе човек. Добро, Кралсика, јас ја може да викам дека го знам Перо Антич, прв пат денеска се запознавме, разбираш, да лажам дека сме другари. Мене друго ме интересира. Само кратко, ова што го спомна за влијанието што ги имаме надвор, тоа државата не знае го искористи. Еве ќе ви кажам краток пример. Да се јавеше било кој од Вардар, кога јас се јавив да се организира хуманитарен надпревар за жал за деца од Кочани што настрадаа. И не само од Кочани, нели, во дискотеката. Звезда коректна одма прифати. Со Терзи зборев. Да се јавеше некој друг може ќе рече имаме образ. Не смееше да ме одбие. Посебно не за еден таков настан, во еден таков момент. И коректно дојде тука направија фешта прекрасна. Пехаро дури го донесува на куп европски прваци да се слика народ со него. Значи, испадна голем клуб кој што си секојаш. Али, поентата ми беше, влијанието наше, треба државата да го користи. Не знае да го користи. Се во светот е познанства. Овие 30 години не знае да го користи. Познанство ли прави познанство? Треба да оставиш нешто поради тоа што таму, ако сум јас како тој што го викам со кривите нозе, да трчи лажи, ја не можам да седам поише со тебе. Они седат со тебе и ќе ти каже, не е така. Не, додека имаме такви луѓе, нема шанси. Македонија, јас сум горд за една работа, највише. Целта ми беше све во младите да се инвестира се. Македонија е број 1 во свет, во мојот мандат, во 6 години, за организација на млади првенства. Прва медала сребро се освои. Втората беше злато. Значи, тој е циклус 1 на 4 години. Кај нас е ура, ајде, се на ура. Мене ми е тоа меракот, знаеш. Јас сум само минус од федерацијата, не свати они. Јас запоставена
бизнис запоставен и контакти за да видам Ма идеи, и негде да фамилија и идам, све. фамилија. И цело време си на удар. Ја реков, па дај изберите со кој сум. Не, сум со овие. Да. Ја од работнички дете, сега сум против работнички. На ЕМЗ им се помага, АБА еден или игра да се донесе се, ЕМЗ против. Дај бе кажите у која сала да идам да се... Ја немам проблем. И одма тоа ти бара. Да. Со кој си против кој си? Кој си? Ало бе, јас сум за, не сум ни против ни. Дали да се вложуваат себе во создавање на играчи кога што се вложуваат во тоа мешетарење, 10%. би имале подобар 10%, спорт. да. 10% ти кажам. Ки имаме огромен бум. Гледа, еве сега ќе земам нивната Да. генерација. Јас исто кој сакам кошарка, кажав преска, што ја очекував? Дека после нивната генерација, пази, они се единствена генерација Значи Кордомино. тимска. Тимска која се бореше за медал, пази, не зафркаваме. Значи они дошле у крајна фаза, у задни 4 утакмици дошле. До последен ден. Така. Се борат за медаља. Ни една репрезентација до сега тимска зборам, да не се навредат овие поединци, нели што се поединечни спортови. И јас се очекува после една генерација дека државата ќе инвестира у кошаркарски сојуз, ќе направи еден добар систем за млади играчи да се развиваат. Дека овие 20 години ќе продолжиме со тоа. Обратно, се поише паѓаше кошарката, за жал. Значи, нешто не е само проблем у федерацијата, проблем е у комплетниот систем наш, државен што го имаме. Никој не води грижа, никој не размислува за понатака, никој не знаеш. Ние се уште се бориме за ладење и грејење у сали. Баш Викаат така. мене нешто ми викаат, зашо не ги прекинам? Ако прекинам, знаете ли дека ќе имаме само Борис Трајковски и Јане Сандански. Да, и Да. нема Ни една си- друга сала нема да има спорт. Нема да има спорт. Знаеш, ние се бориме за тоа. Има еден Буцко сега што само гради, знаеш, место да гради било какви сали, секоја чест треба да се гради. Ајде да видиме постоечкиве, да ставам клима овде, да ставам кош, да ставам овакво. Не, се е и ова, она. Ме треба малце и логички и по потреби на државата. Тоа ни треба, ова ни треба, ова ни треба. А не Условите. не е саатот, Ролекс носам, ова носам, вака носам, ова, она. Немам ја длаки на јазик, брат. Немам длаки на Вика јазик, класика, брат. немаш ме Немам, интересира знаеш. тоа, мора да те прашам, Кажи. Перо, извини Дарко. Ги нема тие комплекси. Собранието што Нема. рече ти пучко Да. сака ти прават. Бев присутен на тоа Признај. собрание. Се смори. Голем Пет сеј сат. беше, ме умори, имав некои други обврски, само гледав дали ќе завршите до 4,5, среќа дое човекот не избрка. На страна тоа. Се даде максимум ти тој ден со твојот тим во Кошаркарска федерација, како од некој инат не сакавте тораш да ја предадете власта, да речеме, ајде во федерацијата, Нема, колку и да е тоа те смешно, не е разбирам. ничива власта, тоа е федерација, на сите треба да биде. Ти не сакаше со име и презиме Младен Ѓуровски тораш на тоа собрание да стане председател. Неколку месеци подоцна без никаков проблем го прими Томица Главчев, си се сликавте, му честита, му посака успех да продолжи федерацијата таму кај што беше. ферплей, коректност и има прљавост, поган човек која си која. Јавноста сигурно не знае, сарам да ми каже што се случуваше се пред тоа собрание, од страна, мислам од позади работи што не ги знаеме ни ние како новинари. Значи, само што начинот сме на слушале. вториот Да. бил подобар. Што Да. се случуваше на собранието и што се во кратки случуваше црти. по собранието. Добивме некое ново министерство, ставија таму голман еден, затоа и бил голман во спортот. И нагло се сврти против мене поради тоа што јас сум сменил име на федерација. Смејурија тешко. Пак за тоа име. Пак се за вади. името. А таа иста дотична голманска икона македонска стави и се слика секој ден поред неговото министерство. И отидовме на еден состанок, Олјо, голем поздрав до Олјо Ристич, организираш, ајде ве смирам. Викам, абе не можеш скршена чаша да ја лепиш. Да, Се- да. Ке цури. Хајде да го испочитувам постаре. Седиме и поминуваат 15 минути. Ова преска го кажав, господинот прва инвестиција во Министерството за спорт е клjuč на далинско кој ќе се чукне на врата, вака да се отвори. Знаеш, Брата. треба да си човек, било што чим си бил спортист, си бил во некоја шема, убава, спортска, знаеш, и некоја култура да имаш. Биди на било која позиција, не е све минливо. И менливо е тотално се. И седиме и после 15 минути муабет со меѓу нив тројцата Саше, кумот негов, кој многу го почитувам, ми се сврти и ми вика, Перо, кога ќе си идиш ти од федерација, да не ти го прљам тебе името. А ја веќе имав договор со Феникс Санс на маса. Платата вама ми 1500 евра, се користи моја кола, све овакво, а овде 900.000.
Едино Перо Антич е нелогичен за тие работи, ама нешто унутра карактерот и образот не може да дозволам никој да ми го... И почна хајки, лаги, и морате да гласате, иначе нема да ви давам пари. Све имаме документирано. Кога сака господинот, можам да седнам и карши. Морав да се чувам, и јас малце тие 9 месеци собирав докази. Се изборивме, поради тоа што тој младен бил кошаркар. Или скијачот, како што го викам. Или гонзо, немам никаков проблем. Знаеш, ми бил драг и на еден состанок отвара тефтер, ти треба да бидеш, ти треба да ова, све знаеш, излего таму, прави пучеви позади. Највише се изнервирав, застанав заради клубовите што ми дале доверба. Поради тоа што они попинувани из опака тортура. Пари им блокираат, директори се у школо, професори многу, некои ќе ги тргам од школо, им праќало ово инспекција за салата, све е тоа документирано и на видео, све си имам. Си изборив 9 месеци, сакав да докажам малце дека има. Заради молба на некои луѓе, што ги почитувам од државата, што ја предводат, не излегов на прес, поради тоа што ќе се направише една каша по пари, ќе патеа, ја не, он сигурно не, пошто нема образ. Клубовите, кошарката и ќе беше еден маркетинг лош за кошарката. Кога разбрав дека Томица ќе дојде, Томица, со кој имав еден конфликт, ама си го средивме тој порано, многу одавна, му реков, ми рече, дали ќе ми бидеш поддршка, дали ќе ми дадеш, му викам, Томица, на ден пред тоа собрание што треба, јас лично ќе си поднесам оставка, имаш мојата поддршка и ги имаш сите мои конекции, слободно ми се виш 24/7. И тоа си стои. И му посакувам успешна работа. Ама дека има пијавици, како што е тој скијачот, или некои што се борат за позиција, со цел. Јас се борев, Джими мајка, со Тоше, ја изгубив договор 1.200.000 у Кина, прашав до Тоше Гечевски, зашто со Тоше Гечевски, у Чекмеџе, кафаната на Чековски, море, че идеме ли против овие криминалци, да вратиме кошарката? Ја му викам, рака, кој ќе давам рака избор, нема шанси да го прекршам. И после тоа Мишко Тредента, да. Нема кафана, нема тоа дали си припит или не пит, сега, знаеш, нема, збор рака тоа. Сега има тоа уста одрекла. Кроз овие 2-3 минути можеш да замислиш колку политика да се меша во спортот. Значи, тоа е нешто абнормално. Тоа е нешто... И можеш да замислиш, а ја тоа знам и од други извори преку пријатели, сите они партии, посебно големите партии, имаат луѓе, имаат простори каде што преку социјалните мрежи пуштаат информации, ботови, глупости и така. Значи, тоа 100% е вистина. Ама да ги тргнеме на страна тие ботови, еве сега. Ама тоа ствара голем проблем без потреба. Ми отворивте една нова тема. Веселин Вујович, ја мора само да ги поздравам со тие што имам контакт со Тимчо, со ова не е политички, не е ништо, како луѓе, како личности. Го запознав премиерот на доделување на медалот за мислам се знаевме вака, ама тогаш подиректно кога освоивме злато. Тимчо Муцунски уште од градоначалник го знам кога СДС било на власт. Јас сум помагал Тимчо дали може Абаја да биде се. Значи јас сум останал со почит према тие луѓе, има уште неколку луѓе што се сеа на власт, што ја вода државата, не сум побарал ништо, не ми треба. Ми требало фер плей. И се злоупотребувани тие имиња во мојата кампања. Еј, он е позади мене, гласете ќе го менјаме овој. Да. Многу нарекла казала, знаеш, да не испадне дека јас се напаѓам некого. Нит СДС, нит ВМРО, ја имав 2 пуќа во СДС, од тогаш од Дарко Каевски, сега сме пријатели, па имав 2 од дотичниот голман. Тоа ме интересира, ни беше гостин пред 2 недели Веселин Вујович тука и во неврзан разговор ми вели не ми се верува што се случува кај вас во Македонија. Спортски легенди ги имате тие што се тие. Идеме сега на надпревар што беше организирано од Спортско радио тука за 20 години Спортско радио и собрани сите македонски легенди доаѓа од странство, ракометари се. И Веселин Вујович беше тренер на нашиот тим, на македонците. Половина не сакаат да играат заедно. Да не именувам кој што како, не е фер према Вујович, вика, овој доаѓа ми кажа ако игра он, те мола мене ставиме следниот напад кога нема да биде он во игра. И се чуди човекот, и тоа на тие години. 50 луѓе сте у сите спортови да ве собира Кометов, колку легенди има Македонија? 10, тие се најголеми. Да не сакаат
очи да се видат заедно. Вика, после се поминато, више кариерата е завршена, се. До карактер и до его. Нека ти, јас на пример, Толку ли е кога големо некој ќе успее повеќе, па ве јас сум викнале горд на тоа. луѓево, направете им барем чест на луѓево што организирале се за вас, мене ме донесоа да дојдам тука, вика од Шабац ме донесоа, ми платија се од почит према. Па ја и Червар не можеме да се видиме заедно бевме, вика, колку дуели сме имале меѓу дека себе. го губат во јавноста ако некој е подобар од мене. Јас се молам, имаме двајца Јакимовски, Нено Димитриевиќ. Јас се молам да успеат и се радувам на секој успех нивен и цело време у секој интервју кажувам дали ќе има Македонија уште еден. Ја викам не дали ќе има. Се покаже дека има шанса Македонец да стигне до НБА. Зашто да нема и втори, трети, четврт? Така е. Цело време ние гледаме ја на пример еве Ама ќе ти удри его тако више не си единствениот. Ни најмалце. Еве, луѓе така размислуваат. кажам причата за Пецен Умовски. Ај Пецен Умовски респект, наклон до доле за кошаркар. Не сме имале можност да седиме, да се дружиме и сме раздалечени на тоа. Пецен Умовски заслужен за јаш освоив трета Евролига. Сегде го кажувам тоа. Не споредува Пеце, имаме двајца македонци со по 2 Евролиги. Без разлика дали Пеце играл тогаш, било Дрим тим тој и Југопластика. Бил во ростерот. Да, во ростерот бил и тој е тим, не е важно. И јас викам, не сакам да ме споредуваат со Пеце, ама не у смисол дека Пеце е лош. Да. Знаеш што тие? Да. И јас тај во Фенербахче договорот 2+1 сезона. Третата ти е најскапа, ама плюс тие клубот одлучува. Ќе ти дајме $250,000 евра за да си одиш. Ако не те сакаме. Ја му викам на Мишко избриши ово. Тоа може јавно да си праша кој сака. Пише ако првите две освоим Евролига, третата ми е гарантирана. Ниеден турски тим до тогаш не освои. Јас се вратив, не дека заради мене, ама ќе се направи штимул. Јас целта ми беше да освојам трета, за да си бидам број еден, да не ме споредува. И јас така ги гледам тие и тоа одбив пари од НБА пута 3 од тоа што земав у Фенер. Земав убави у Фенер, ама НБА гледаш што се деша. Јас ги гледам, јас на пример Дарко да го гледам да шутне, мене ќе ми у глас, знам дека ногата не мени 1% од на Дарко, и прецизност. Чекај бе, како да го направам, јас знаеш, да најдам нешто, јас го гледам позитива. А овие другиве со чести исклучоци има што размислуваат некако како Дарко нека каже дали е право или не, ама ја не ги гледам како ние сме македонци, треба да се дружиме, најубаво да седнеш. Што поише играчи Да. добри, подобро за сите. И за државата, и за медиумите, и за така да... Камо среќа ние се репрезентативе што и гледаме и кошарка и фудбал да има сегде по 5-6 изворедни играчи, да уживаме сите. Паради нив и доаѓа и публика. Ова апропо ти што рече зашто нема Не, публика. ја не можам на работа сватам во македонскиот спорт. Работев кратко во карате федерација и ќе го кажам тој пример отворен. Луѓе меѓу себе работеа, некој да не отиде. Значи, единствен медал на младинска олимпијада има Фаид Весели, дете што беше каратист. Се работеше, значи они не сваќаат дека тој Фаид Весели, ако освои медал на младинска олимпијада, ќе биде прв за Македонија медал. Ќе се направи фама, медиумите одма го ростуваше сите, не знаеа, луѓе ми се јавуваа колеги од утрински програми од свет да ростуваат. Не сваќаат дека ти ако си на пример, не знам, онакој од Скопје, ти ако држиш во Прилеп, во Битола, во Штип карате, па сигурно тие од Скопје нема децата кога ќе видат каратист медал се, нема сигурно Скопје ги носат, ќе дојдат кај тебе и ти ќе имаш плюс од тој медал. А они меѓу себе зашто не сум јас да не... Долго звучи што го кажеш. Тоа не може, и го зборев со нив директно, им зборев отворено, како не сваќате дека на Емил Павлов, на пример, медалот што бил на светско првенство, тој нема некој од Кочани, на пример, да го носи у Штип, или не знам, од Гевгелија да го носи у Штип. Не, ќе тебе во твојот клуб во Гевгелија ќе дојде, ти ќе имаш повеќе деца што ќе тренираат. Ти збори за една ствар овде, а ние треба почнеме од тука. Тоа што Сите викаме се не само бориме некако само во спортистите. селото да бидеме најдобри, ваучер ќе ја капне и Ама тоа ти го кажав јас и последно за кошарка. За тој човек што зборам, што пријател, не сакав да се видам за да не изгубам. Пази, јас сум кошаркар, но не бил ни кошаркар, ни ништо, знаеш. Да не го изгубам како човек, дека бил во мојот живот. Он иде за председател, се дига, ти што го собра на собранието, ја ќе бидам ја ова. За 2 дена му вика ти нема да бидеш председател и он прифаќа подпредседател некоја функција што за да иде на пресконференции да подпишува, подпредседател не подпишува договори, by the way, да подпишува вака и да им се јави у федерација и да каже ставите ги овие 2 слики од мене. Но ние ставаме луѓе кои сакаат да бидат нешто што не сакаат. Кој јас сега да сакам да сум златна копачка. не може. И нема шанси да бидам. А овие глумат нешто што не се Не комплекси. изживеа на работа, комплекси. Немаме ние комплекси. Апропо што рече Албанчева сега, освоил медаља.
Ја истото го дадов изјава сега релативно брзо за тоа пеење. Се фатиле пак тие ботовите, не пее. Аве, дечки. Беше нападнат на таа тема. Ама види нападнат. Јас зборам реално. Од кого нападнат? Пак од истите тие од канцеларија. Битно е тоа дете кој ќе дојде да игра за Македонија да одигра максимално добро и да направи да има успех таа Крајот репрезентација. видело кога го зема македонското знаме беше со него. А Немаше што- сега што спомнати. Чекај, а што они мислат? Албанско, не знам, Не. српско, бугарско или Па како. никој не- Бата, никој зашо не тоа гледа се тоа. гледа во спортот само кој гзел како? Зашо не се почне од кај што е почетокот? Па имаме некој човек што македонско знаме него вади на ја представува држава. Па вика дека Македонија ќе стане албанска овако. Ја немам никаков ја имам многу од муслиманска вероисповеда со сите Он игра- одлични, има Така. тие од озгора што прават, знаеш, од А он игра за партии, Македонија, тоа е битно. Македонија треба да се сака. Ако дава све, па што еве у Америка он бил. Па нема американци, све се мексиканци, италијани, балканци, германци, Пољаци, не знам. И сите играат за Америка. Са некој од нив ако не ја пее химната и леле ќе му замерат. Исто во Фенербахче, освајаме има Чех, има Србин, Па има што? Македонец, све. Ама што? Освајаме Евролига, си зимаш твое знаме. Така е. Знаеш како те гледаат? Еве сега ќе идам на 16-ти да гледам Фенербахче Панатинаикос. Ти дали знаеш кој влезе у салата? 20.000 да се станат на розете, јас сум играл 2018 пред задња. Олимпијако сум играл 2013. 2013. Сега ве прошла година Македонец во Грција, кај што има истетуирана Така. заставата, голем војни пише Macedonian Warrior. И јас пред утакмица ја се облакам, со докторот си имавме зезанци, ја учи келјавица кај бацам, он ми ја бацува гркот заставата. Идеме, ние немавме тоа у спортот. Абе, Треба спорт- тие другите да се баратаат Спортот со ги тие. нема тие комплекси, бе. Други луѓе се бават со тоа, кои не знаат Ако некој е начне у спортот тоа, ние знаеме да вратиме, ама после ретко се дешава. На крајот овој блок федерација веќе да завршим, Доста интересира само уште ова. Имаш број од TJ Short со телефон? Да. Им го имаш оставено во федерација? Не ми побарале ништо. Со Нено комуницирам, со сите комуницирам и се за позитивно. Немам кажано еден лош збор. Осим за говеда како што се тие од собранието од све. На Главчев му посакувам све најубаво и едино може да бидам поддршка за доброто и да не го сакам лупам, а немам никаков проблем со Главчев. Професионалци сме. Све е супер. Што е моето позитивно ако можам да помогнам, а не помогнам? Многу лошо ова звучи, а би го направил, знаеш. Да му треба позитивно нешто, помош за голманчето, тој со рефлексите. Да се јави, ја ќе помогнам. Зошто е во својство за министер и да се помогне на државата, на некој кошаркарски клуб или кај што може. Ја не добивам негативно тоа, само че си исполнам дека сум помогнал на некој. Ели Фелмас исто ќе ти кажам, јас бев менаџерот за За Фенербахче. Фенербахче. Знаеш што беа првите зборови во наводници блиски луѓе? Колку зема? Дали знаеш колку зема? Тоа е секогаш. Тоа Детето овакво му средивме 250.000 само ќе кажам дека беше купан. Не веруваше дека 5 години договор, викам не те зимаат на 5 години, те потпишуваат, имаат план. Имаат план да те продаат 16 милиони на Наполи за година и пол. За година И и- дето ми е мерак ми ја барам дресови сега. Молим те потпиши ми дрес. Си го ставам, сигурам, мене ми е чест и задоволство. 2011 веќе 14 кусур години се поминати од европското во Литванија. Зборувавме тука пред почетокот на емисијата, велат сите систем не е дека вие не знам кој знае што направивте досега невидено, мислам во подготовки во тие работи во тој период. Едноставно се погодивте луѓе, се породи Мекелеп тука, јас се сеќавам игравте во Борис Трајковски пријателски пред првенството, Нов Зеланд беше сигурно и беше Црна Гора или Тоа ако не Македонија се кап лажам. беше нешто тоа што пробува. Да, Македонија турнир беше тука, знам ги гледав тие надпревари, ги загубивте двете ако не се лажам, како и да беше и дека бевте испратени на тоа првенство онака. После првата утакмица, да не После забораваш, првата Црна утакмица Гора. Црна Гора изгубивте, така ја Бе, ја гледав, имам знам една беше мана. некој 28-29 септември, викам заутре у школа сум, уште одида кој изгуба денес, уште тоа, ама тргна после работата и не се ни идеше у школа до крај на Во првенство. соба се собиравме од економ до директор и председател.
Собата е 2 кревета во кави, може да замислиш Мислам дека како тоа е седиме. единствена репрезентација во било кој спорт, ни потоа нешто премногу се случува, не знам, квалификација, што била толку сплотена и буквално се гледа и ете Ве, со инсайдери затворени што очи викаат гледам. во Америка, што сум слушал од луѓе што биле таму, што дека немало еден некој против некој друг нешто да мислиот, економски Немал, викаш ако има одма се рестартира. до играчи, пошто еве и други репрезентации одели по првенства и се милион работи сум слушал, овој со овој не се сака, овој со овој не се сака, овој со тој не иде. Како успеавте цела екипа тоа да се Тука е погодите Тоше. од не знам Владо Илиевски до тебе, до Мекелеб, до не знам економ. А затоа имало успех. Да. Сите заедно мораше да бидеме. Тоа беше цел уште од почеток. Така е. Ние идевме на припреми, сега да ги собираш, ги молиш, дојдите на време. Едва чекавме сега да не испадне дека бегаме од жените од дома. Знаеш, едва чекаш да ги видиш и ние бевме, верувај, цел ден од сабајле до вечер баравме начин како каде на кафе после кај ќе јадеме, вечер кај ќе излеземе. Нашата врата на мене на Тоше беше цело европско отворена со пешкир. За може влага. Кој сака да влага? Директор пробува да бега у соба, која се пласиравме од првата рунда у втората. рунда. Играме ние и јас како капитан увек си знаем. Кај е директорот? Мерџано Скилија. Голем поздрав, легенда. И ја викам на врата. Тргаме. Домакине. Као дечиња, знаете. И овој не отварам. Отвори. Вратата. Кршење. Ќе платиш и врата, викам и тоа. Мораш да почитуваш, знаеш. Дружбата беше таа и пак ќе ги кажувам што ги кажува и Дарко, ботовите. Беа врхунски. Јас просто секој надпревар, Тоше не е по технологијата. Тоа по портали, по тоа По, беше не, коментари нели има, алкохоличари, пијаници, идиоти, предавници на Македонија, се. Колку е разликата за предавник до херој? Втората е тепаме, истите тие ги гледаш. Браво, ете ги, тоа се македонците, тоа се втората. Лавови. После почна да им снемува коментари. Ја викам, ја дав интервју, реков, им снема имагинација, мене тие ми се интересни, Тоше, море да се читаш тие работи. Едноставно дружба, не гајле, увек ќе бидеме, што го да направиме, знаеш дека увек има хейтери. Го распомнуваш Тоше цело време као твој цимер и се слушнавте пред емисијата, имате контакт 24/7 што се вика. Каква беше неговата улога по реално во тој период? Он беше еден од најискусните во репрезентацијата, неверојатна кариера во Задар имаше направено, ти беше капитен. Има ли некоја, пошто милион имам слушнато анекдоти со Тоше, некоја интересно од тоа време да ги потсетиме и гледачите? Сигурно има. Не да има. Треба да се сети. Не да има. Ќе кажам, Тоше имаше правило, затоа за фармерки мора да се носи. Тоа е едната и има во Германија, преска ја кажав. Тоше, ќе ти кажам за спиење. Тоше Гечевски е еден од најчитаните, најинтелигентните спортисти во Македонија. Што ги знам јас. Мора да чита книга пред да спие. И он кога спие, вака му е кебето. Ја не знам како, мене ми е кебето извиткано. Не мрда. Спие и главата му е потпрана вака, не знам и гротот. И само ќе ти каже, цимер, ја ќе спијам. И ја става книгата и мене ми треба нели да се свртам на стомак. Да се наместиш, лево. па се вртиш, да. Не ве лажам, поминуваат 5 секунди. Ја на лаптоп, имам оние големите слушалки и сам него му е 9 пати кршен носот или не знам, почне да везе. И јас ја се вртам, сакам да кажам да не ме ја, Кора успеа. Тоше, Тоше, и он, кажи, хрчиш. Вато се врти на страна, кебето е пак равно, поминуваат 2 секунди, човекот фаќа некој дрво. Јас заспивав околу 5-6 кога он станува. И сега креветите нели има размак толку. И само јасно се сврта и слушаш ова. Ево звук го слушаш. И јас се вртам и го гледаш да си забрун цигарче и у литар и пол 3 в 1. Значи викам, викам, шо правиш бе? Кафе. А тогаш имам да спие. Има мал милион, ама тоа е време кое секогаш ќе ми остане. Мене ми кажуваат која и Дарко освоил златна копачка. Јас се кладам дека на Дарко му е еден од најомилени, кога нешто е поврзано со публика, со национален дрес, дека нашите индивидуални работи ете ги стојат дома, во трофеот 3 евролиги, све ги поминуваме на кај на ова, знаеш. Не, ама да се спомне нешто. Ја увек го кажам 2011 дочекот на плоштад, кога ги видовме политичарите за да сватат опозиција, позиција, етнички, различни. Па ни еден митинг толку народ нема Ниеден, собрано знаеш, тогаш. ама ете ти пример. Нели треба да имаш пример за да... Колку се сите они мали во однос на спортот.
Ево, он ги наброја, ги се наредиле. Од цела генерација тогаш некако го погодивме и Лестер Бома и Келеб, навистина Па и тоа пази од кој клуб одличен дојде од потек Партизан. од Партизан. И тоа Дуле Ујошевиќ у тежок комунизам. И се снајдовте за? Па дојде кај мене на роден ден тоа. Лестер појма нема, така што е, имаше познавање за Звезда, Партизан. Има и за за Ракија се. познавање за Има, Светска така има и за Софија, Ракија А познавање. у Србија бил. Па тоа е неважно, тоа и е неважно. седнуваме и сега играме ние Цугопол, нешто има 70-80 луѓе на мој роден ден кај мене на тераса. И го гледам Бо седне натре таму. Викам, дојди бе ваму бе, викам. И он вака дојде, вака, фала што ме примивте во вашето во екипа, во друштвото. Викаме, не седи овде. Со он и Станко, знаеш, и викаме, морам да ти даем име, тебе наше некој. Борче Мекалебовски, викаме. Ајде, дечкото е таква енергија, и уште до ден денес исто таков. Исто трча слушате? тренер, да. Каде? Тренер е во Њу Орлеанс. Во Њу Орлеанс? А, да, во Да, Њу си има Орлеанс школа, имаше, да. дечкото, добро, си излагавме. Мора да има, ако се лажеме, ќе кажеме легнувавме во 9 сат, ако сака да... Треба да има, али све во граници, нема преднадпревар, знаеш, или 100% утре тренинг. Што правиме? Надвор правиме, ама ваму никако да не пати, што ова е нашата примерна цел. Си шетавме. Дечкото са бајлето, дури као по старите што играме поише, ќе каже, еј, не мора теретана толку јако. Овој стел на чучањ, 100 кила. Му каже, Бобе, полека. No проблем. Дечкото е душа. Тој период, дали сите бевте во најдобра физичка форма во кариерата? Бевме. Јас знам дека до толку беше само довербата голема Димчевски, Симоновски, кои што не ни играа Не ни многу игра. на тоа првенство, кога се вратија тука во прва лига, тогаш последен пат беа полни салите. Кај играше Димчевски, ако не се лажам, Гостивар или ајде можеби игреше Што ти излажам, не 40 знам. поени даваше у првите 2-3 кола у Све од овде, македонско од првенство. психа, според мене. И успехот направил да бидат полни салите. Како, Нивниот не успех. знам, Мираковски кога се врати пред да нели се повреди, после он исто по 40 поени даваше, а беше бека Тоа ти го плеймейкер на кажав, тоа тоа ти е првенство. примерот што со мојот син што го пратив надвор малце сам. Сам да е 2 недели тренинзи, прати програма. Кога ќе се вратиш овде, јас бев у средна школа во Америка. Бев задња фрула во репрезентација кадетска, Алек Јончевски брат ми сите тие. Кога се вратив после 7 месеци, ја бев лидер на таа репрезентација. 2 години постари. Чим јас од овде се враќам, знаеш, психата ти дава, пошто ние не знаеме. Македонија немала NBA. Ете, испадна, овако и ете има. Значи, можеме. Ние увек имаме некој, според мене, некоја бариера која си ја ставаме махинално или намерно, ненамерно и не можеме таа да ја поминеме. Не бе можеме све кога сме заедно, кога сме... Вака кога ќе се соберете, кога ќе поразговарате, криво ви е за таа Русија 2 пати? Ај во групата, кидевме тогаш на Србија ако победевме, така да и ќе беше подруг патот, немаше да биде на Варо во полуфинале. Мајка му излезе надвор, Перо, зашто мојот да Е, ама промаши? види, Знаеш, кој доби најголем аплауз на площад кога се вратите? Се сеќаш, легенди, Дамјан беше двајцата, кој еве ги колку е поминато тогаш, најдобри македонски играчи висе Дамјан и Војдан Стојановски. Да не се свати ово лошо, голем проблем. Кај се тие младите да ги гледаат, сакам да сум подобар од нив. Ја да сум корив, уште 10 години ќе играм. Исклучително врвни спортисти, врвни момци, преубава фамилија и мора се каже најстариот брат Огнен Стојановски. Он ми е прв Криво ви е пропад за на тие транс. два меча? Криво, не може да ти е криво. Мислам, не можеш да ти е криво. Ние со Русија, тоа кога заврши, кога промаши Дамјан, јас тогаш осетив како килажа да ми падне до 50 кила, знаеш, она, ти си у некоја Да, и сваќаш зона, готово више и дека заврши. е крај. И јас тогаш, ја обично никад не сум 2-3 пати, ама пешкир си ставам. И ставам, Кириленко доаѓа, ја му викам, брате, thank you, немој да ми дигаш, знаеш. Немој. Ама не беше у смисол заради поразот. Него преубаво беше цел тој период, И што завршува? што завршува периодот, знаеш, ние бевме у зона, брат. Не може никој. Не, Шпанија со најгојак состав у историја. Страшна екипа. И како си Добро, Македонија Наваро ги води на Да полувреме. фрлеше на Варо, Лубеница ќе влезеше. Ама тој пак ден. ти кажем, со најсо играчи, со Гасол браќа, да Со не ги браќа, набрајам, да. да не ги набрајам. Страшно. Македонија, што им пишува, витаминка, баравме спонзори и едно ранче идевме. Федерацијата се бореше папучи, например, Мерџан, не се љути за ова, ми дава 45-ка. Ја му кажам, Мецо, но сам ја 50. Имаш ти бе договор, еве, дај ги тие на некој друг. Значи се бореа, пробуваа да направат све. Замисли ние со едно ранче. Не знам, јас само ќе кажам дека тоа првенство полуфиналето беше некој дневен термин со шпанците и знам бев во школа втора смена. Не, наваро. Какви часови, какви бајкрачи и кога дадеме Келеб за +1 на полувреме, ние више славевме. Не е важно више второ полувреме што ќе се случи, ние славевме
Ја Пехарот кога го видов, Пехарот седи таму после од четвртфинале, не знам, го стои на терен. Сум го гледал по федерации, по видеа, по сега се заграм, јас знаеш цело време како го вртиш кругот, вака Дрко. Да го пипнеш. Го гледам. Не сакам да го пипнам, зашто знам дека ќе го дигнаме. Тоа е у главата како капитен. Ама тоа што ме интересира Литванија која победивме само шоа за тој дел. Нешто што се случуваше пример во хотелот по Во хотелот? Сите гледавме тоа, не знам, Павел Илиевски, тројка, мојка, шоу must go on и сите останат и тие цела јавност ги знае изјави. Во хотелот збирно место канцеларија беше на мојата и на Тошу Золата. Со пешкирчето вратата. Пешкирот се става и влагаат. И сега се носи количка пива, имаше по некоја водка, нема потреба да се лаже, имаше резултат. Кога има резултати се поминува. И ве молам, вика, не излагајте Литванија кошаркашка нација, да нема проблеми, знаеш. И ние, да, у соба, си пееме, се смееме и нагло се симиња рускиот пиар. Pero, пожалуйста, ме моли на руски, ја играв на Русија пред тоа 3 години. Вика, утре и тоше. За 15 минути сите доле. И сега сите се симињаме, кој не се сими, има опција утре, мора да трча. Нема опција уствари. Опцијата му е излез, провод или трчање. И после тренинг си трча. Излеговме, имаше само еден во дискотека влагаме и еден вика, Антич, јас викам, да, yes, fuck you, but good game. Значи, немаше никакви конфликти, знаеш. Тоа што е на терен, останува на терен и после више. Али беше болка, иако литванците више не може да се... И дали знаеш кога сум го гледал? Дарко, Златна Копачко, кога го дава пеналот. Ова можам да го имитирам, знаеш, Фантастични 20 дена ги уживавме тие 20 дена. Пази, ние збориме... Се сеќаш ти каде во кафичот, каде ја гледаше? И у кафичи дома, да, види. Јас знам дома, моите ги мислев, сите моравме. После Црна Гора не беа моите дома, извини само ова. После тоа кога гледавме, секој мораше да седи на местото. И Шпанија бе во школа, за тоа изгубивме. Шпанија бе во школа 100% ради тоа изгубивме. Шпанија феноменална селекција. Значи, македонска јавност, еве го кривецот, не сме ние, еве го. И Русија после изгледа со Русија пошто ја прекинав серијата и за тоа беше за трето место. Само Русија е многу Дарко се слагаш. Кириленко, Мунија, Кријафа, Швед. Да. Има среќа многу. Али па е зашто спомнав Преска. Едина тимска селекција која дошла до тој врв. Jer и тоа е врв меѓу четирите, се бориш за медаља, нема тука поише од тоа нема. Така да, браво за тоа, али штета што после тоа не се продолжи со креирање на други генерации. Како е кај нас, секој е Да. чудо за 2-3 дена и поминува. Тука мора да се пофалат и тогашниот претседател Димевски, Илија Мерџановски, Дејан Лекич што е сега шеф на FIBA Champions Лига во FIBA во Женева. Значи имаме ние македонци што успеат, па после зашо идат таму? Па зашо да не ги задржиме овде, да направиме ние, да ископираме, не мора да измислуваме некоја топла вода. Замина во НБА, прв македонец стана што заигра во НБА. Какво беше чувството кога отиде ти? Мислам дека на некој подкаст или негде имаш зборено дека некако и екипа ти помогнала малце поголем договор ради некој теч што било што исто Мишко Раžnjatović. Од некој теч да ти разголеми. Знаеш, пред кој играв. И сега Сан Антонио, Мајами игра и Сан Антонио не направи фаул и добија тројка и изгубија. И мене ми сјава Мишко Раžnjatović и вика требаше Барселона да идам. Вика, Мишко, нешто проблем. Не, а што кажеш во NBA? Ја му викам, Мишко, немој бре да ме закуцавају на 32 години да ми се смеју овде во Скопје, Ај чуј се со тренер. Мене се јавува тренерот, ми вика, гледаше ли NBA прошлата година? Викам, да, и јас насловот само спамтам од едно, мислам дека и Стефан Цаневски тоа го има пишано. Сан Антонио глупи што не направија фаул, нешто тој смисол. И ја викам, па да, Сан Антонио се глупи што не направија фаул, изгубија. И има штама малце. Yes, you're right. Испуштивме, Мишко ми се одигна малце договорот, што збореше, му кажа дека глупи Сан Антонио ме праша за тоа. Дали си ти нормален прв помошник на Сан Антонио овој? Знаеш, и тоа беше, имав два пати опција да идам NBA и не сакав да видам као повеќето која нешто имав опција, ама не отидов заради ова. Викаш да пробам. Трета мајка, викам, ајде да идам. И кога отидов таму сега, они знам имаат, ти ќе ми ја носиш водата, ти мене торбата ми ја ставаат у собата чекат, ја гледам, имам една. Ти на 32 години и вака викам, луѓе, му се тој мораш да ги однесеш опремите. Торбата ви е пред врата, мојот клуп е земен. И у Ал Харфорд тогаш ми викаат, Pero, need to do, ја викам, what need to do? И Ал Харфорд вика,
Перо е мој играч. И јас на него говорам, како бе твој беше? Колку години имаш Нели веднаш? сега мала шала за Робовин, обратно беше, сега не знам. И како се вика, не, нема никој да те пипа, не овако, знаеш. Врхунски беше. Све окей, европски првак си бил, све, ама пак кога дојдеш у ново, си правам јас сам притисок на себе, за да бидам концентриран. И кога влезе првиот шут, одма сваќаш исте кошот, исто е ова, на телевизија вакво. Си имав платено карта у прв ред, плюс ме плаќа, си пијам Gatorade, си гледам NBA, па вие се што сакате. 10 минути на напред. Ме интересира, не знам дали виде пред некој ден Атланта играше сега и имаше еден дечко Вчера го со... репостира. Го виде, така, имаше со твој дрес и одма на Атланта го Чим го постира. видовме овој дрес, знаевме дека е нешто специјално ќе се деси. Официјалниот профил на Атланта на Twitter. Атланта Хокс. Дрес Перо Ама пак Антик во стигаме победа. до тој степен. Дарко што вика, Дарко сега да отиде во Италија, кај год да иде, они леле Дарко, те молам, ја идам во NBA Атланта на терен, да влезеш таму, не пешки си идеш у секоја, те знаат и тој вика дали може пригейм шоу ти во NBA. Пригейм шоу Љубомир Николовски, знаеш сите А1 телевизија, NBA екшен. Знаеш, и сега ти си уможно за тоа. Зашо ние тука да го да трпиш контра, кај што ваму ти даваат све и те величат, а овде ти даваш и те омаловажува. Ние сме специјалисти за контра. Да. Само за напад. Само за напад. Само за напад. Имаш интересни случаи тоа време во NBA, те ги полнеше и медиумите во тоа поради целата ситуација со Таво Сефолоша. Ме интересира што се точно се случуваше таму и која плати најкрај сметката, иако остана ништо недопиено. За инцидентот. За тоа ти е инцидентот, највеќе да. криво, така? Зашо не ми е, највише ми е криво, највише ми е криво, вие двајца завршите во дискотеката кај што има рација. Јас сум бојми професионалец сум у кафана, професионалец сум на терен, професионалец сум дома. И сега игравме back to back со Бруклинец. И сега како стигаме у Ридс-Картон, Њујорк, дека стигнеш, штабо ми вика у автобус, идеме у град. Му викам, не може бе брат, 3 сат додека стигнеме. Не, ти идеме, сам ти идам. И никад не сум, ќе дојдам. И дојдеме, он взимаше многу поише пари, вика, ја има таа стопанска банка, картичка со разни бои, не знам дебитна дали ќе пројде или не. И вика, можеш ти да платиш, жена ми гледа сметката. Не важно е пројде, така? Пројде, Значи, боле да не пројдеше одлична $5,000 плюс 20% на тоа. А он што ти рече, жена ми гледа. Жена ми гледа, ја ранам фамилија со ова, знаеш, викам. И влагаме внатре, тоа една чаша водка тоник, знам се сеќам, тоа значи 5,000 и 20% од тоа 6,000, 3,000 евра, $3,000 чаша. $3,000 чаша. Едната си ја пијам, втората како ја сипувам, влага полиција, рација зима флашите и јас една чашата си ја земам. Дарко скапа чаша да му се не види, Дарко, не се дава. И викам, надвор прободеле некој, ајде буткаат полицијата, и ја влагам у колата, табу излезе и полицијата се кара со полицијата и почна да го гаѓаат од до 8 души. И јас излегов, фатив двајца пандори и ги бутнав да го извадам него. Ама се лизнав и да станам, тој вака, ај доле, му кажам, бели фармерки, ја му требам на утакмица, да ги испрлям, кој бели фармерки си не видиш. Која утакмица, кои фармерки? На суд, ама all charges за дроп, не направив ја никаков проблем, знаеш. Ме викна за заштитен сведок, му избоксував 5,5 милиони, мене ми понудија 150. Не ги прифати. Не ги прифатив, ме Сакаш... праша Мишко зашто, па каче клинац из Скопје да тужи Њујорк. Идемо да се зезамо. Си добив едно компирче и така една успомен за книга, ако се пише. Ти останува сепак сеќавање. Добро, види, уште една работа, не прв македонец, туку веројатно и прв македонец што ја тужил полицијата во Њујорк. Да, па зашо да не? Па тоа и за осиви да се Ајде да ве видам. Кога сме на тема Дарко ете Или тужи ги. Голем играчи помина во Црвена звезда во Интер. Имаш некои сега не до толку со завршување во полицијата, тоа може само Перо веројатно. Да. Но И каква реклама ми направи сега, тоа може не само зашто Перо. како Во позитивно. попала, нели во си го ставаме сега. Тоа у колата што гледаме филмови. Тоа е бате неве, ти си джинза, не можам си да влезеш. Да? Сега со лисици да влезам, викам, ајво пушти ги малце. количето? Толку има. И сега нели ја гледам, сега се десило. Ба извлече нешто позитивно, pouka од ова, кога ќе се возам у полициската кола позади. А добро ли беше барем возењето? Удобно беше или? Не, мислам, слушай, тесто, имаш да, лисици си како баблхед. И вака си гледам што има компјутерот, ова, да запамтиш нешто. Деца,
Слушајте ги родителите, немојте да правите проблем. Добро, најинтересното од се овде и најмалце воопшто не си Најчитана крив за вест ситуацијата. овде, најчитана вест. Најчитана веста. Капитенот уопсено, бе, најдите, средите американците одма. Ме викна у соба, што се деси? Браво, немојте вечерна утакмица, дојдете си порано, ќе дое по вас лимузина и јадење, бургери. У Македонија ќе ми избркаат секој овие бургери ми дава се овој. Знаеш што ме интересира, убаво се ова што спомна, сигурно виде цел скандал со Чонси Билапс и се ова што е совместењето на превари. Не знам. Не, за ова не знаеш дали не тебе лично, не, ја туку дали кажам, си не знам слушал? за кладење. Не знам кладионица, не знам да играм. Дека и Сакам да се наместени пипнам со тоа да се удрам со некој. Мислам, не, кој дали си слушал толку време помина во Ниедно, NBA, штамо има во такви NBA, работи и други во NBA играчи. има во соблекувалната колку што е све забрането. Што е све забрането. Кај нив мора да се ради за да се прочита. Цело време. Значи водката у дискотека и може се да помине, али тие работи некои што имаат стриктно ставено, Поише за нема Чивас, шанс. водка, За- што беше лајт вечер. Пошто беше полаво. Дарко, ти некои слични вакви ситуации во кариерата? Па баш во Ова сфера Вистина не ли е е тоа- обем. Вистина ли е тоа од времето на Вардар во Чаршија кога сте излагале Тимоти Дончо кога поминувал, кога ви гледал дали има во кола-колата рум или нешто друго и ви ги мирисал чашите? Тоа е урбана легенда останата Не. од тоа време. Види, како и во секоја екипа и во секој спорт има играчи кои сакаат да си пивнат по една-две чашки, не е тоа ништо страшно, и у фудбалот. Ја искрено по некој природен пат не сум бил тип кој нешто, пивце, винце, да, сум знаел да конзумирам. А баш вакви дешаванки, види, у Југославија немаше вакви дешаванки, реално. Америка е друг систем, друг начин на реакција на полиција. Кај Југославија вакво не е. Сепак имаше некој одреден режим. Што ќе го видат Дарко? Дарко! Молим те. Имаше одреден режим кој не дозволуваше така можеби да се понашаат луѓето, така да не во негативна смисла се понашаат, него општо да се понашаат. Така да не се ја во Италија рецимо сеќавам една случка, влагавме во Парма, јас со еден пријател бев, имав Мерцедес 500 SL спортски двосет и нешто у Парма имаше он работа, отидовме пошто е релативно близу, 100 километрија. И кога што влеговме во влезот, поминавме вакво наплатна рампа и не заустави полиција, дали бара некого, предпоставувам, и сега доаѓа полицаец, бара документи, а ја гледам на ретровизор, стои друг полицаец, ама вака пиштолот го држи. Да, пиштолот му се гледа у рака. Ја ли предпоставувам барале некого, видоа дека не е никој, ништо им не пуштија. Така да не сум имал некои баш онака екстремни случаи, да кажем, во таа смисла. А дека имало дешаванки, секако имало. За тоа не Бодиро спорам. го има јака дешаванка кај Коњаникот. Он имал SL или CL Мерцедес, тие најнови нешто. Да, бе, да. И кај Коњаникот порано у Југославија, знаеш, само му дошол еден на прозор, излази из ауто на семафор, Да. а тој вториот таму Бодиро га. Респект, брате. Бежи. Бежи, бе. Да не Не, се го имаше, пушиле. да, имаше Да, период, се знаело. имаше период у Београд 90-тите кога навистина беше зафркнато и коли крадат на семафор што вика перо. Сега више не е така, али период имаше еден, да, се случувало тоа. Па на Бобан, не знам, на Бобан му ја украле колата, исто спортска кола, во Милано, за тоа знам дека 100% се десило. Застанал пред некоја продавница на брзина да искочи нешто да земе. Се враќа колата. Проваѓала кола една-две камиони и автобус не видел и тие на брзина тап ја отвориле и он видел како бега. Дека иде кола. Трча по нив, ама гушва и ги стигнал. И му дошле некои навијачи на Милан, го препознале и они со него, го фатиле, тој го истепале, дошла полиција. И среќа се ја спасил колата. Така да се случувало такви случаи. Има. Ја Пера, никад не сум имал со навијачите. Например, Грција, нели викаат Македонија, Грција. да. Освајаме Евролига, они викаат сега вајде има бит фак Юролиг, бит Панатенаикос. Знаеш, Македонија no проблем Македонија. Фак Панатенаикос, знаеш, никад не сум имал никад, знаеш, со нив. Знаеш како ме чувале? Сега да отидем Атина, обе ко Бог те гледа. И тоа пак ќе навратам на тоа, се тргнавме од друга тема. Да. Знаеш, кој ќе ни стане на навика. Јас зборам за себе, ама мислам и за Дарко. Цело време некој место да се искористи, канализира неговиот Така е, успех, така е, неговите контакти. Цело време ние нешто се објаснуваме, зашто што било, како и знаеш кој ќе ти дојде овако. Кој ќе ти дојде више преку. Кој ќе ти е равна линија, нема полошо од тоа. Спортот е спорт, бе, сепак, бе. Еве, ја 94-та, кога објективно не играв многу во Интер, имав проблеми, се скарав со управата и така натака. Пази, мене ми се јавува секретарката, адвокатот мој, Неша од Београд, живееше исто Милано тамо,
он не беше менаџер, али адвокат ми ги средуваше договорите и разговара со неј за мене, ме бара председникот на Олимпијакос, еден од најбогатите луѓе во Грција тогаш, Кокалис. Кокалис. Е. Он беше Пази. на кошарка и на фудбал. Е така, пази. Значи ме бара да дојдам во Олимпијакос, а као Македонија и Грција не ќе се видат. Значи сега да кажам, спортот ги нема тие оптеретувања до таа мера. Политиката е нешто друго. Папандреу најлошиот председател на Грција за контра нас. Да. И ние освајаме 2 евролиги, он не вика медал за заслуги да ми дае. Па гледаш. И јас сега он дали не знам на Басто ми да овакво грчкиот медал за заслуги, так ми Да. гледате тоа важните, окей, иди трни се. Да. Изгледа не знаеш. Сега го отварам дома Да. и редам кај пехарите, отварам го нема медал за заслуги. Ја има кутијата сам. Не знам што било тоа Ама спортот е спорт, Тоа еве. сакам да кажам, Па не е тоа никаков е. проблем. И тоа е доказ, еве, тоа нема. Нешто ме интересира во Грција, тогаш, мада и ние ги преувеличуваме работите, него No, фактички no, тоа no. како Да. што се во секоја земја. Ги мрзиме Со- све, не можеш да отидеш као у Охрид има поише странци. Абе ние меѓу себе се мразиме у зграда со комшии, сега ќе збориме за Точно, соседи што ни се држави. Не е тоа важно. Имаше слика ти со Спанулис во освоивте со македонското знаме, така? Му правеа него проблеми? Мислам, Дали му правеле проблеми? дали имаше Спанулис не ми хајпа? направи мене проблем. тебе не тина. Спанулис грк и тоа збориме 2011, пак Да. е по Беа затегнати, време. да. Пошо зборя Перо Антич кажа фиром. Во Евролига, не знам како Е, во да, и за фудбал, тоа беше исто мораш нападна, мораш да. да излезеш и да кажеш, пошто сум стартна петорка. Прави со топката, number 6, Перо Антич и они ти кажуваат, тоа е шпанци, не ми кажуваат грци. Евролига имаат правило, молим те, пишува фиром. Ја ти реков, ќе давам едно со фиром, едно без. И почна кај нас, едва се чека фиром. А кај што идат они сегде што пишува име, презиме, фиром, ово, она. Јас у спорт и Перо тоа не Антич могат тој да... фиром да го оставил или не? Ама јас стои во... Ама он ли го сменил тоа име? Знаеш, Па тоа и тие ме го- молат, викаат, те молам, ќе изгубиме, ние сме од Шпанија, викам, те разбирам. И јас сега јас бев казнет, втората Евролига, втората година дадов не без фиром и кој победи, на кој да се докажам. Јас сум си македонец. Ама цел свет не вика така. Да. Што е грешката кога ти кажеш така? Па ние сме најголемите душмани кои ќе кажеме. Тоа така го гледа. Тоа е катастрофално размислување. Да. Се он како председател, како премиер, како министер, иде по тоа знаме и по тоа име, тоа не било лошо. Е лошо ако ти реално кажеш како те викаат. Ако излезе Перо Антич и каже. Са глупости. Работеше со Дуда Ивковиќ и со Жирко Обрадовиќ како тренери. Работеше, може би ти ви рекол за жал и со Барцока, сама таа тема после Да ќе ти те кажам, прашам се за смирив неговиот со однос. Барџока с прошлата Добри година. сте се? Мене Јас отидов лично, ретко сум го правил тоа, беше на приндез за испубликување дрес. Као играч треба да имам почит према тренерот. Очекувам да има и назад, али се разбира, он е кормиларот на бродот и Кај пукна тиквата меѓу вас двајца? почна на едни припреми, нели они како што викаат малака за све, малака. Да. Тоа значи тркаџија на еден на превод. Ние викаме на секој вако, пичку матер, знаеш. Као псовка Ја има. на утакмица пичку пробаш, матер и да. он на состанок ме вика цел тим, we have two problems, прва е контранапад ова, вториот си ти Перо, викаш fuck my mother. Да. Ја? Он вика, пичку матер, коуч, како вие што викате, не беше за мајка ми. Добро, да го гледав кај лабилен, али газев за него. На терен газев, све професионално. И му отидов, го гледам, ме копка, ми седи нешто, знаеш, секој си има, ти седи, се бори со тоа, зашо се борам, ја отидов, коуч. Ти се извинувам за све, Перо, он ме гушно, знаеш, му кажам, јас се извинувам за овакво детски причи, ово, она, знаеш, искрено му глупост. кажам. Не треба да држиш, не сум таков. За неправедности давам се, знаеш, да излезе праведината на... И тогаш сум терал нешто, македонизам и ренесанса. И ренесанса и он Знаеш, и хеленистика и ренесанса. и сме терале, ама пак на крај спортски е да се подаде рака. Јас сум рекол, ниеднаш не сум изгубил надпрва. Како ми викаат? Сум научил од утакмицата. Ако изгубам на ист начин, тогаш сум стварно идиот и сум изгубил чим не можам да Чим не сконтам. може да ме интересира, ете Дуда Ивковиќ и Жирко Обрадовиќ. Прво нешто кога ќе те прашат, прва разлика што можеш меѓу нив двајца да кажеш. Мене од секад сум се воодушевил она Дуда која ќе направеше на крај само вака краватата и good game. Тепал 30 разлика, вака само Дуда, му за иде- Дуда има анекдоти, што да ти кажам. Дуда кој ќе ти каже дека ова е метал, ти ќе му Ти кажеш веруваш дека дека е е дрво. Дуда nije дрво е. Дел дрво. Ајде сви на линiju 80 дужина, немате крви у мозга.
И ти после знаеш После че кажеш дека е дека метал. е метал кој си не си идиот да трчаш, знаеш. Стара школа, Да, стара школа. Дуда е поише мотиватор, а Желко е тактичар. Дуда има убав тим околу него, Бог да го прости. Убав тим кој го води тренингот. Например, Дуда ќе влезе Златен Сад, Олимпијакос, Златни научари, Луи Вутон. Овака и ќе седне у Олимпијакос, карше записнички, имаме диви голуби, знаеш, дупки у салата и влегле. И он play 5. И си гледа и нагло станува и пцуе на грчки, и српски и англиски. Сите поред. Педерковци, оно, шта сам рекол да се игра? И ние сите петка викаме, Дарко. И овој, liars, псевти, лажови. 4 реков. И ние сите се вртиме и овој му се врти на помошникот. Што ќе кажеш ти на газдата, бе? Ништо ќе И овој му рече. вика, Вагели, што? 4. Ајде на линiju, знаеш, и Дуда. Могу да воздржим до 10? Не, до 9:30. Имам вечер, ја могу да изаđem. Ви не можете, знаеш. И тие работи, али он ме научи. Играме со Монтепаски Сиена, јас у 3 минути дам 11 кошар. И спортски е тоа у глава, леле, за 3:11, сега до 50 ќе стигнам до стигнам и се, тргам. завршим со 16. Ти извади, Знаеш. ти извади Ме вади у 4-та минута, водиме 16-6. Пази, 11 како поени он го твои. гледа тоа? Јас, ние како спортисти не го гледаме така. Јас им се дивам и на тренери, пошто он мора да гледа кој каков карактер. И јас прв пат тогаш на Дуда му вратив, знаеш. И он како идам ја фаќа раката. И како ми се врти, ама фацата негова. Јеси љут, лафе? Он не лаве, лафе. Ја рекол, јесам. Ето тоа беше враќањето, да не мислите нешто друго. Играш знаеш зашто сам ти извадил? Не знам. Ма ти играш савршено. Ајде, што да одговорам на тоа? Да. Те вадам, знаеш зашто те вадим? Играш савршено. Ал тим не игра савршено, по некоја негова визија. Замисли на 10 разлика водење, еве, ми трнало, гледа, тепавме на крај, ама ние ги гледаме еден смер, овие ги гледаат друг, ама заедно кога се комбинира. А Желко е од сабајле до вечер со кошарката. и се на нервна база кај него или не? Како? На нервна база. Да, нервно. Го Се гледаш на нервна по база. лицето. Црвено. Али човек кој 2 сата ти е генерал, 22 сата уз тебе за све, људина. Иако е партизановец, јас сум првиот звездаш што го потпиша, пошто за Желко звездаши се нерадници. Да. Иако не му иде добро заднјите Да. 2-3 години. Тренериште големо. Тренериште. Знаеш Ама што ме, нешто не му што иде. ме, што ме интересира, кој е подобро друштво во кафана, Дуда беше или Желко? Со Дуда не сум, со Не си бил Желко. во кафана? Абе со Желко седиш, ама ако се опуштиш превише утре ден, после Ако 2-3 има дена, ако тренинг, има ќе јадеш, така? лоша утакмица, Не е ќе добро. го изедеш стапот. Више нема да седиш у кафана. Више нема да си. Сега ќе ти кажам една прича. Желко кажува, сутра е слободен дан и никој да не доđe у хали. Ја бев повреден и дојдоа тогаш пријатели 7-8 и излагаме у Бошњак. Од Бошњак има Монтенегро кафана. Треба да ја знаеш, да најдеш. И певајки. И као сика, влагаме и се излага газдата Бурка, нека, Пеки, Желко е унутра, брате, да ти каже. Нешто копка унутра, бе, ке влезам. Влагам Тити Папазов, Желко, новинари, он увек има околу него друштво, Собрано. 15 души. И вака у гето, ја им викам, се поздравувам, он, тап, десно викам, немој некој да запее Чијан од Звезда или Ѓурџевдан. И поминува пола сат, и како поминува певајката јас. Пролече на моје! И Желко у тој момент станува, го зима од делото, сите стануваат и дојди, само дојди и вака на Жерновска како градоначалниче. Чао. Ни мене ни ништо, ја останав вака со микрофонот. Не казнувам парично, брат. Не, парично, па И боле јас парично сега те казни. следниот ден, сат време пред тренинг доаѓам, Желко, само да знаете, никад не води у тренерки. Не носи тренерки Желко. Или у шортс, или у фармерка води. Што е како, има клучеви ги врти. Тоа му е нешто негова И те. стандард. Ја викам, коуч, о, Пеки, где си? Чим ти ќе почне, Дарко знае убаво срби, кој ќе почне со меко, знаеш дека тука негде ќе Дојде мали, а? Да. Ја викам, коуч, извини за За Ѓурџев. За јуче. Нема како Ѓурџев, не се спомени. За јуче. А шта е било јуче, Пеки? Леле, како ме вози. Викам, ба знаеш, коуч, Пеки, јеси ти повреđен? Да. Да. Јеси рехабилитуеш? Да. Друштво, имаш друштво, да, па тоа нема лепше. Бато, знам дека тоа значи следната утакмица. Зезнеш ли 1%? 3 сата, у као муви театар, брат, седиш и го слушаш. Га.
Среќа добро изиграв. Па тоа е тоа. Тоа те спаси на крајот. Си имал конфликти да со тренери некои во кариера? Само со Фотис Кацикарис, и што сме одлични пријатели, као фамилиарни. Беше помошник на ЕК и он беше така малце против. И јас бев против сами од себе. Јас би си избркал тие први 4 години во ЕК. Македонец во Грчка од 2001 до 2005 кај што буме економија све и он да јаде бубрези. Мрш дома бе копи. Врати се назад. И он нешто, ја газев на тренинзи се и он нешто, јас увек се бунам за фаули. Тоа ми е унутра нешто. После се извинувам. Фаул, нешто, ај мрш на клупа. И ми збори, јас ја вака гледам на страна. И он гаѓа со топка. Тука поред мене вака прам. Намерно, купил, не. Ја рога поминува тука и вака ми да. I'm talking to you. И јас сам станав. Татко ми не ме фатил. Така ти, ама не беше удари ништо. И он помошник тогаш починеше. И после се смиривме, ме суспендираат две такмици и толку. Добро, си поминува. Тоа не се прави другачи се тие конфликти од што Момент сега на се нервоза. момент, али имало почит и он може ме провоцира да ми знаеш, порано се почитуваше тоа, сега ако ги испровоцираш ме ќе те тужат. Не знам страшно, да. страшно. Што ме интересира, двајца сте направиле големи кариери, сигурно немате зборувано за ова и фала Богу, добро сте заработиле во тие кариери. Се појавувале ли луѓе што... добро сме потрошили. И тоа никогаш не е, тоа не е ни спорно. Ме интересира дали има луѓе што се појавуваат како некои ваши големи пријатели што ви барале по зајмици. Колку било некоја најголема сума која што била побарана од вас, дали сте ја дале, дали би ги вратиле парите, сте ги виделе тие. Сигурно има многу такви. Ја би рекол такви дека теми во не ги спорт. вратиле ке Дарко многу, Сигурно. а најголема е дури се наѓути он брат да ми дадеш 1.200.000 и сега јас викам 20.000 евра. Викам да брат. видиш. Не бе брат, 1.200.000 евра сме потрошили, ај ти толку многу, дај ќе ти ги вратам. И тоа нема ништо подпис нешто. И јас немав, ја обично имам вокабулар да вратам. Не знам што да Се вратам, збуни, така остави збора. дибидус, идиот тогаш околу тоа. Ајде да се чуеме по како е тоа барање? Не е барале, да. Види, сега сме веќе малци поискусни. На почеток како се вратив првите 10 години, помагав на многу луѓе. Кредити, коли, апсолутно не во вакви средства. Ама ако ќе ги соберам вака на 20 на 30 души, па и не се малце. А враќање е тешко тоа, објективно, така да Имаш ти, како беше? И имаш ти сега за да, до имаш тие ти сега. дојдени? До Не, тие ти они дојдени? дел од нив мислат дека си ти должен да им дадеш. Да. Знаеш, така и се поставуваат. Така да за жал сме го прошли тоа и двајцата, али веќе сме поискусни, не паѓаме на тоа дефинитивно. Не паѓаме, али јас жалам, знаеш, што викаат со пари е полесно. Сигурно, ама со пари се не знаеш со кој си на шо си на маса кој Поише проблеми имаш кој имаш Многу пари. поише проблеми, а убаво ти е на маса и не сакаш да изгубиш некој. Ти него и цело време ова е мој, ова Луи Вутонче, ова вака. Мене ми било сум си приучил све сам сум створил се и нема поубаво тоа исто и Дарко. Апсолутно. Му се засвиѓал. Беше порано, колку год сад, дали е хубаво тоа, еве ти, кредит требало за стан, еве ти. Јас сум живеел со тоа, среќа со 3 повреди титаниумски, 2 у стопалата, у раме, што сум издржало телото, зашто нашата кариера ние трошиме, ќе дојде на први, тој први може да секне утре некоја Така во клубот кариера, се секне. Да, и кариерата е краткотрајна, Да, не е цел живот. Така да, Знаете види, не исполнувало тоа Да, да не помогнеме, може. ама после тоа гледаш дека па и тие не е што тоа им баш... си помогнал, Да. се едини меѓу првите што ако не помогнеш ќе ти свртат. Не, ќе ти се налутат, Да. ти зборат више, за да не мора да ти враќаат, да нема обврска да. таква, да. И Така причи, да, Стипса еве. да, стип се, да. А Сме го непријатно поминале вие тоа. си ги побарате своите пари? Тешко иде тоа. Тешко иде, така? А седнам, А тебе твои сум, пари се? Мој, сум седам со тебе, сега на маса. Сум ти поземил пред 5 години 10. И ти се смееш, вака Да, убаво си се правиме избориме, мојот, ко ништо а не се мене ви- ме копка, дали ќе каже, бе, дали ќе спомне, знаеш, у глава. Абе, ни приближно да Не, се што спомне. Ти си толку среќен, брачо, и ја не спомнам. Си вози. Као да е тоа нешто нормално. Ме интересира во професионалниот спорт дали има вистински пријателства. Има. Пошто тешко е, на пример, NBA и сами знаеме што е, ти ајде имаше среќа помина во Атланта целиот период. Може вечином кога видовме на Лука Дончич што му се деси од никаде, знаеш, ствараш нешто во тој Далас, ти очекуваш, ти он многу пати рече, очекувал до крај на кариера да остане во Далас. Едноставно NBA таков бизнес- ти е договорот, бизнес мод ти се јавуваат тамо. и
Чао, пријатно. Еве, јас сега следно лето зборев со Стефан, викам дека ќе дојде Ал Харфорд, Денис Родер. Ние направивме NBA нема. Секој си има свој, еве ти го, си ти дам пример. Майкл Џордан сега читал Да. и Скоти Пипен, знаеш колку пати и прави биле тоа. на вечера или ручек сами заедно? Нула. Скоти Пипен, нула. Значи они немаат дружба. Дури да се чудиш. И вакви се. Да не кажам че се најдат од две. Нама и Западот другачие функционира. Ние сме живееле Да. надвор. Другачие функционира. Нели иде широ, игра Дарко, Секој плаќа 7-8 сам. души. Колку е сметка? Секој план сам паќе. Нас ние тоа не замислио на балканците тука. Не Мене замислио. луѓе што живеат во странство, мислам неуспешни спортисти, кога сме имаат кажување дека тоа највеќе генерира. Ќе излезе со познаници, небитно од која западна земја немаат пријатели. ништо И ќе проблем. дојде сметка и сега ние тука се знае денеска јас плаќам и кога ќе почнат да ми вртат, чека јас колку имам, ти колку имаш, вика се нервирам, плаќам и Па више Мајк не Буденхолзер, тренерот ми вика Пеки, дека он европејски малце проориентиран, знаеш, за кошарката, затоа имаш успеси. Ајде да излезете со играчи. Ја викам, ајде излеземе. И со пола тим сме у STK Steakhouse у Атланта. И се седи брат, со и пивнато и јадено 3 сат доаѓа. Да. И ја викам се, они сите на телефон, викам, check please. Се тишина, шлак. Тип, по минут 5 минути. You want me to tip in? А викам, Пеки, еднаш го заебавте вака, сега више не му викам на бад. Или дај ми ја картицата клубска, дајте ми, ќе ги однесам све што сакаш. И беше тоа, секој понеделник заедно да идеме. Македонци имаше многу и они беа чудо невидени, брат, како толку македонци и ми викаат мајсторе, нели, Перо мајсторе, Јал Харфорд вика, брате, what is мајсторе? Како да го објасни? Ја му викам, guy who built house. Everybody build your house here? Ништо бе, брате, тере, знаеш. И тие конекции кои ќе се сближи тим, тогаш има резултат. Знаеш, и според мене, дека не може резултат колку год да се најдобри, сега прво тренери прашуваат, порано беше Дарко може да е 10 гола. Земи го колку год сака пари да. Сега прашуваат каков е Дарко во собликувална, дали ќе ми го расипе тимот, дали, знаеш. Почнавме да се од тие работи те почињаш, а не почињаш. Добро, Западот другачие функционира. Општо капитализмот си носи некои своји други ветрови. Се оддалечуваат луѓето. Па види, ние веќе тоа го доживуваме со нашите деца. И нашиве деца полека еве гледам и генерацији што тренираат меѓу себе. Не се дружат како ние што сме се дружеле, нема таа блискост, нема тоа частење меѓу себе, опуштање и така, значи и ние полека тој ветер и кај нас доаѓа од капитализмот, дефинитивно. Ние сме сепак растени у едно време каде што се дружевме, делевме. Ја ќе излезам од дома со парче паштета намачкан, тројца ќе ми зема, да. Знаеш, таа социализација ја нема више. Они тоа го имаат веќе 100 години наназад, така да не е ништо чудно тоа што они така се однесуваат, знаеш. Тарчи имавме шише, на Млин Балкан беше најдобриот баскет, 2-литарска Кока-кола кој излезе и шишето без тапа. Си седи тука вака, ама си седи преку вечерта, отворено. Мали, напуни, трчаш, гледаш. Сега, напуни. Ние собиравме пластични шишиња фрлени па тоа ако собиравме кутии од цигари, кој има МТ, кој има она, па, значи има. И болести, сега кои има болести, кои болести се паѓа сладолед доле на земја. 5 Мајка да ти го правило стави ти дава. Од исто сме пиеле, од исто сме јаделе. Работнички се сеќам, почнувавме, Бог да го прости, имаше онакви со по 6. Само ги става, теа е за јуниори, кадети, сениори, за се. Никој не е болен. Ма какви си тоа исто пијат, нема врска. Тоа е тоа. Друг систем беше, сега е другачие. Или пошто е спортска, да не кажувам тоа што шовик од болестите што доаѓа. Да, тоа што наш легендарни Кавадаречки би рекол болести доваѓаат од и не пијат луѓето веќе. Редовно не пијат. Не пијат редовно, да. Интересира Перо на крај уште две прашања, не те прашав пред малку, дали го разубеди на крај Жеко Обрадовиќ дека сите звездаши се мрзливи? Јас створив со него таква конекција и он почитуваше се. Јас на пример на терен кој ќе излезам, јас сакам да се и на тренинг многу лучи мазохистички да ме кокне некој, знаеш, ме има сесна тоа. За да извади нешто. Не, да ти спровоцира, да зборам, да му дадам кош. Ајде, сега да не кажем шо како, ама се тоа меѓу нас зборење. И сега нагло мразам играчи кои ќе почнат да се групираат. Костас Лукас од Панатенаикос,
од Олимпијако заедно се у Фенер, он е нежен, знаеш, не може да пипнеш све оно. И он кој ќе направи нешто, ако му се издереш, он сака ај сега со Дарко да бидам близу. Ама тие нештите најчесто тоа го прават, од Олимпијакос во Панатинаикос, така? Никад во живот, Ако никад не во си живот. толку нешен, немаш што да го направиш. Ван тема, Мишко Раджатовиќ 2011, слободно прашајте го. Беше жива и Мира Пољо ко менаџер, сите менаџери, дека тогаш играв 2011 и се симињам доли Мишко прв клуб што ми го каже е Партизан. Јас кршен денар немав. Ја реков Мишко не могам. Не можам јас да навивам за Дели, па после демек сум добар и со овако. Да. Ги почитувам гробари, ова се моите. И што ти зборев? За Слука со И Дручев. Лука злага со облекувална и почине нешто Перо, ти многу ни викаш, ово она, и кај мене има контра, ма гони се ти бе три муни, ово она, знаеш, некој. И он на Желјко му каже, Желјко ме вика на состана, вика, Пеки, многу си... Желјко, денеска друг Перо имаш. Све газам, не пуштам звук. Ми маваат лакт, ме сече овде, паѓам, јас само овака носа, дали ми е окей? Ова ќе се соши. Викам, нема гајле, потрошна роба, знаеш. И како се вика, после 5 дена, Желјко ме вика, Пеки, а се окей? Викам, Желјко, кога викав, не чинам. Сега, молим те, буди стари, знаеш. Вошто и на нив им треба, знаеш, да се дружиме. Идеме во ресторан, да ти кажам доколку се вакви пуно играчи, милионски договори. Во Зума, во Истанбул, еден од најскапи ресторани, 20 викаме со кој има девојка, кој има жена, со поише да е сметката поголема. И доаѓа сметка 8.000-9.000 евра. Ја вадам капата и сите имавме од клубот скоро Turkish Finance иста картичка. Сите картичките тука конобар викаш. Задња плаќа. Ти дали знаеш дека поише се возбудени на тоа него финале на Евролига? Вака седи еден со жена му, милиони вака, дека го избрале не плаќам јас. И знаеш кој веќе Калинич, мојот брат Калина. Добро, момци. Nije problem za vas, ja rekam, fatite se, vikam dole, ovo će uročuvo, brate. Mora da ima, знаеш, Željko me prifati и почитуваше тоа што е договорено. Ја дури му реков со Реал Мадрид, ја го скинав листот 2,5 сантима, ми се одели. И ни фалеше центар после 2 недели, ја имав уште 2 недели рихап. Треба 3 пати го победиме Реал Мадрид за да идам на Final Four. Кој го ферма тело, веќе го крпиме нешто ќе му направиме, ја идам кај Željko, викам Željko, јас сум спреман да ризикувам како сте ви спремни. Што тоа ми е втора година, ако се повредам. Трета, да, тук. И он вика, а шта? А ја заборив дека ако освојам па Евролига, третата ми е гарантирана. Третата ти е сигурна. Викам, јас сум спремен да ризикувам. Како? Ти не брини како. Теј, стегач, так, 3-0 ги изгазив, освоивме Евролига, имам 250 бонус, тоа што требаше тука се земе. За тоа. Уште една година. Гледа тој горе, бате. Гледа тој горе, увек сум. Така е, така. Ме интересира само уште ова прашање, како со Бордановиќ заживеавте толку, ти Звезда, Цимер. Партизановец. Цимер и у Фенербач. А не, он е фрик за кошарка, не е за џабе капитен на српска репрезентација. Дечкото, голем работник е, така? Дечкото е работник, сите тие шутеви што ги гледат од пола терен, овако, оно станува после тренинг, уште саат. И игрици дома, таткото, мајката негова, бата и ковилка и сестра му Бојана, уште од... Ако приказката со Дражен. Многу По 4 сата, одлично, 5 сата тренираш шутеви, знаеш кој. И Тоа многу- мора да се вежба, нема. Да, остануваш се, не е тоа. Има талентирани некој, знаеш. Тоа Некој што апсолутно. има се појавува, ама овој има талент и Плюс е вежба. радник, тежок Плюс радник. вежба, да. Седиме у соба и он гледа NBA, а утре играме со Бешикташ за пласман у финале. Ја му викам, боги, игра Локомотива си легне, не брини, ќе си намачка помада во лицето. И гледам, викам, па пусти ме да спавам, угаси светлото на крај крајот, не. Фрик тежок. Одличен играч и жалам сега што не го користат у Лос Анџелес како што треба. Добро, од Клиперс ни сами не И знаат. обожава предизвици. Терата разум. Се збори нешто дека може ќе се враќа, а не знаеш нешто во Европа. Не знам, не кажал. Нешто зборуваат Србија. Нисам- Мислам дека има уште сезони во НБА. Има уште многу. Ке Ама игра. знаеш и на него му фали. Еве што ми фалеше мене за крај за УНБА. Губиме 14 на превари сите, по окей, по good game, овако good и они game. let's go Hawks. Да, let's go defense. Влагам му се облекувал на тренер, вика, момци, направивте многу добри работи, не ги гледате само лошите. Кои добри работи, бе 14 поред изгубени, човече, отере му 3 лепе, да не разбудиш, шлапнине некој, знаеш. Гледаш Другаче. Која е таа култура на размислување. Мене знаеш колку ми фали да те пцуја, да ова, да она, не да им враќам она селјачки, знаеш. Не веќе вратиш на Него на терен, јас, например, и ко бев и председател, све пцујат, све, сум се свртел, ама не го правам цинички, демек, Добро, браво, да, сега не, респект, слободно наставите, ја живеам за тоа.
Го немаат они тоа во Америка, тоа навивање и така. Мислам дека 2 часа убаво си помоабети. Со Дар, ја ти кажам, Дарко, гледање тоа, ова и тој. Иако не го спомнавме, Перо ќе се сложи со мене, Да. чудо играч овој што прави овој Јокара. Друго близок Не, ми од е. изборевме туку за кошарка да не го спомнеме него. Реков јас, зашо не, зашо е Дечкото е досаден. неверојатен. Досаден. Ќе кажам му Да. позитивно досаден. Да, Како не. год може. Он игра со 50% Дарко. Абе неверојатен страт. Со 50. Онда го видиш каков боеме. Тоа е људина. Знаеш, они разбираат поише, а меве ние што не разбираме толку. Кога гледаме што прави, чекаме, чекај бе, што е ова? Не, мислам, дечкото ги избудале, ја мислам. Он, коњите му се, све, Да, нема, коњи. он е душа, ракичка, секој бе во Мемфис. Глед, Браво, завршува Ножанец. такмицата и он вика, довамо, дој, и помошни тренер има од Денвер, овако и вадат пола литарско шишенце, пред себе кола, ајде по едно, брате, за ова, да. Да, бе, го гледаш дека е позитивен. Војвоđanac, да. Он има толку многу пари, туку можеш Да. да сака, не го Ама интересира, не со нешто точак, самар. со ова коњи, он е, тоа е Коњите да нормално. се Не, напоени, види, онда е напоен. Ја мислам затоа Америка го обожава заради тоа, заради таа него едноставно, страшно, страшно. Он, Ако си- например, да ако има си опција, би се квалитетен, вратил. сите ќе те ценат и нема тоа, ние доаѓаме од Балканот, не Јас ти кажам дека кај нас колку год да си квалитетен, колку год овакво, нема никаде да гледа некој да ти помогне Тоа да ќе и нас да е, идеш да. ти понапред Да. или уз тебе да научи да иде, они ќе бараат, ќе чекаат. Да. Абе, Мала било што грешка, да, ситница да, ти или се качат измислјотина, тука има да се ровари, абе луѓе, дај го овој, гледа го овој целиот комплект, не бе ова каде. Морав да го спомнам пред крај. Ви благодарам. Идеме на- у Сомбор кај него. Да, Јас идем заедно. да. И на двајцата, Дарко, ќе се видиме ние Секако, фала. сигурно Фала на пак поканата. блиску. Се надам, Перо, дека пак би дошло Уживанција. на наша покана си помоабетиме. На тебе, Перо, ти се заблагодарам што траеше кратко, ама барем еден период место Коби Брајант, Ален Ајверсон, на терени умало викавме Перо Антич, Лестер Бомејки, Лепи, Владо Илиевски, кој Мојата даска од европското е поскапа од бол, тоа знам. Немој. Така Имаше да, даски за- у ресторани, тоа. И тука се такмичевме ние со Бо. Тоа е тоа, знаеш, и позитивно, не. За тоа ти благодарам, пошто Фала ви ете, на вас тој период на на вистина прв пат не ни беше NBA најважна на мојата генерација, пошто ние тоа во школа, кога ни ставија компјутер уште тие периоди, ние гледавме хайлајтс и NBA од Савајле на часови. Така да ти благодарам и за тоа и на цела ваша генерација и се надевам дека повторно ќе се видиме. Секако, драго ни беше Перо што дојде, пошто, види, Перо е човек кој што може да напише 15 емисии сега поред, толку многу работи се Колку ми случувале. се сега, за легенда. за Толку се. многу работи се случувале во тоа што го работиме, во тоа што го работел, така да драго ми е народот што ќе има што да чуе. А здравје Боже понатака, Можеме зашто парт да не? 1, парт 2, парт 3, парт 4. Ќе направиме и друга емисија секако. Па Поздрав до специјална сите. емисија пред Поздрав да. за сите. Да. Фала ви што не гледавте овие два часа повторно се замоабетивме, се надам дека ќе го изгледате цело, нема ви бидеме здодевни. Лајк, шер, сабскрајб на пресинг и останете ми со добро. Пријатно. Пресинг со Дарко Панчев.